Хеј, Пандамониум радио шоу, епизода број 70 или првата епизода во 2023 година. Здраво, јас сум Дарко Ајрис Креч. Ова десно од мене мојот човек Трајче Екейт Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипа. Се надам дека сте добро. Среќна нова 2023 година. Среќни празници кои што предстојуваат во новата. Здравје, среќа, љубов, само убавени ви посакувам во новата година. Сите желби што ги имате замислено, се што имате ставено на план и на ум, да се оствари, да работите кон тоа. Ние сме овде. Пак моравме малце да направиме еден ден, бидејќи не бевме спремни заради од сите ствари што се десија и све тоа што правевме посебно, мислам, до нова година моравме да одмориме онака еден ден за Ја не да бев го спремен. поспоунаме. Не бев спремен да снимам вчера. Мислам дека не бев и ја. Ми дое пребрзо, Искрено. брат. Ми дое пребрзо се. Ми требаше време да се рехабилитирам од целиот претходен викенд, целиот претходен период, ќе кажам, бидејќи кога заврши новата година, онака целиот тој стрес и сите очекувања, сите забави помина успешно, се беше окей, и ти доаѓа оној low период, оној the coming down Да. период кај што едноставно си истрошен и физички, емоционално и си мамурен и онака се што си Се доаѓа со наеднаш тоа. те напаѓа. Плюс тоа што времето не е добро, собран умор, милион други работи. Искрено не бев спремен и денеска, али викам ајде мора конечно да почнеме. Станав од Сабајле. Сонцето беше убаво. Дојавме тука, имавме мали технички проблеми со роудкастерот и со кабелот, напојувањето за него. Па потрошивме некој саат време сигурно напред назад до логинг до Беверли Хилс и назад. Имаше добар момент, имаше лош момент, али фала на логинг што еве една кратен денот можеме да снимаме и да ја дадеме епизодата за сите луѓе кои се периодов празнициве дома немаат што да прават и можеби ќе сакаат да не слушаат мене и Трајче како раскажуваме како сме си поминале викендов. Избориме за една ера во која двајцата растевме и која за нас е една многу специфична и важна ера, односно 2 години, конкретно збориме за 2012-2013 година, ќе ги обработиме тие 2 години вака ретроспективно. 2012 официјално се поминати 10 години од се што се има случено во 2012, 2013 работите кои ќе ги избориме годинава сите слават 10 годишнина, а знаеме дека има многу важни синглови, проекти и дешавки за нас од тоа време, но прво да збориме за 2023, а? Ќе збориме за 2023, сакам мала дигресија само да направам и да објаснам за тоа Дарко што го збори. Лани, во истиот овој период, мислам дека тоа беше последната недела од декември, ја и Дарко решивме да направиме еден throwback 10 години наназад, да се вратиме во 2011 да видиме како. И таа емисија ја крстивме 2011 Swag. Swag. О, станува исто. Мислам дека 2012 уште беше времето на swag ерата, онака. Да. Се уште беше у тоа. Мислам дека само тоа уште толку појача. Да. Мислам дека тоа беше врвот на се тоа што се дешаваше. Така да, мислам дека после зборењето и тој рикеп како сме си прошле за нова година и све тоа, мислам дека луѓето ќе сакаат ова да го чујат, бидејќи е една малце поинаква перспектива и информации кои што недоволно се зборат веќе, бидејќи се стварно долго забораени. Плюс мислам дека луѓето кои не слушаат и не гледаат се генерално помлади од нас и голем тоа. дел од нив ја немаат фатено таа ера. И тоа, Можеби не ни ја знаат, можеби имаат слушнато, можеби имаат нешто видено, биле многу мали, али ние бевме уцудот на младоста кога се дешава овие ствари. И можеби заради тоа ни се толку драги, знаеме дека секоја генерација си има со себе своји херои, своји идоли, своја омилена музика. Али и од оваа гледна точка мислам дека сме добиле тој период многу добра музика, многу добри дешавки, многу голема креативност, многу буткање на сите граници кои денеска можеби се и нормални за хип-хопот, кои тогаш Фер. и не биле реално. фер. Тоа, ќе оставиме тоа за малце погасно, сега ќе се навратиме онака 4-5 дена уназад, така му доаѓа. Појма немам, брат, не знам кој ден е више. Нема врска, 31 декември е. Ја за нова година имав апсолутно нула планови, онака све беше on the go, on the fly. Реално одамна ми помина тоа као фамата која требаше да се организирам за што ќе се прави за нова година. I have friends in all places, онака као имаше опции милион. Една од тие беше до сега морам онака да го спомнам ова дека се нема десано ја и ти да славиме нова година, посебно кој што славевме сега. Си имаме дружено, лани исто бевме на денска, Дарко пушташе у концепт.
Годинава беше онака као што се деша, што ќе се прави, Дарко пушташе денска у младост. Станување 10 саат са бајле, мијам се средувам, онака се облекувам. Дента претходно исто така и бевме искочени. И не знам, идење кај Дарко некако преубаво тргна уште само кога стигнав. Музиката беше онака као веќе Дарко беше 1:15 беше часот, Дарко веќе беше длабоко влезен у сето тоа, онака за после 3 песни да ја пушти Мрси. Ама многу убаво си поминавме, многу добро журка, у смисла дека онака, убаво го старт на денот, сонце имаше, добро беше времето само по себе, не беше такво туморно лошо. Удривме по некоја пијачка таму и многу интересен момент се деси таму, Дарко ја пушта Мрси. И само ја му се подавам на уфци, му викам, брат, Two Chainz делот, мора. Нова година и ми вика, не, брат, тоа треба, како ми кажа, тоа треба вика посебна вечер да вика. Да се погоди моментот. Да, ептен вика, енергијата вика треба да се погоди, само после минута макс онака ми се врти и ми вика, па ајде беше празник. И само Нова година иде, ајде. И само го сврте делот, ме сврти и мене тоталка. Прво Kanye, па после Да, Two Chainz. Kanye, нормално, тоа брейкдаунот, Kanye делот, кој што исто така е толку легендарен. И после Two Chainz влага, си изгубивме ја и Дарко, онака као, мислам дека бевме можеби јас, Дарко и Владимир го видов, нашиот човек Владимир беше исто така у младост и само бевме единствените тројца што ја знаеа песната до таму. Ти текна као, многу е ретко некој да стигне на Мрси до тој дел. Мене тоа ми е омилениот дел од Мрси, брат. Исто. Мене тоа ми е омилениот дел од Мрси. Журка да продолжи само да иде горе, ја искочив, отидов некаде до друго место, не на пијачка, се вратив одма назад со едно другарче. Дарко веќе беше овде веќе у најјакото влез. Пукаше Get Busy од Шон Пол. Тоа беше веќе онака пик. И ама мислам дека музиката што ја пушташе таму е онака пропер за фестив онака. Тоа беше фестив музика, брат. Све да чуеш, да си поминеш убаво, сите песни да ги знаеш, сите да ги пееш. Да нема песна што не ја знаеш, пошто нова година е треба да те спреми за цела вечер да те држи сета таа енергија. Нова година е, значи пробуваме да промовираме музика колку што можеме, како можеме и на диџеј сетови, и во клубови, и на фестивали, и на пандемониум, и со плейлисти, и со миксови, секако. Али тој еден ден не треба нешто премногу да се филозофира, бидејќи луѓето се доени за забава, луѓето се доени за добар провод. Тоа е вечер каде што треба да тој цел ден и денска журка и вечерна журка, па дури и сите овие празници се период кај што треба да се пуштаат познати песни за луѓето и да биде весело. Не станува тука збор за стилови, за жанрови, за тие ствари, него everything goes само да биде добро за луѓето, на крајот денот пуштаме музика за луѓето да се споминат убаво, брат. Се согласувам, брат. Исто ја од таму Дарко гостив, не знам кога заврши Дарко. Кога заврши ти со пуштање умладост? Брат, не знам, некај 3,5. Така. Топ. И ја од таму се пуштив, отидов до Котур. Таму удрив некоја пијачка, Котур беше малце поинакво, малце помрачно, такво. Искрено прерано ми беше за тоа, пошто доле си у Котур си мислам убаво е, енергијата е убава, али знаеш дека надвор се уште има сонце, брат, онака дека се уште е сончево и цело време бев измеѓу надвор и внатре, онака дај пијачка надвор, ај пијачка внатре. Добро беше, дојде 6 саат, се договоривме со Дарко, се најдовме, тргнавме, го собравме Оги и планот беше ки идеме у Штип, Дарко и Оги пушта у Coffee Lab. У новиот Штип Сити Мол. Тргнавме за Штип и свативме дека по се изгледа распоредот ќе не направи да треба да славиме нова година на Патарина, некаде у кола, кај да не фати. На пат кон Штип слушавме добра музика, добра селекција, Лири Джун, нешто такво лававо, чисто за да стигнеме за да не биде да ние да се прехајпнеме за ти кога ќе влезеш таму да си веќе со на друга енергија, бидејќи вие ја почнувавте на еден начин и вечерта таму и славењето. Да, како прво ние таму како диџеи стигаме пола сат пред да отворат вратите, значи од кога ние стигнавме забавата реално почна после па ќе речеме саат и пол, онака да се наполни и да тргне, да тргне забавата, да. Кога го поставивме тоа искусно, имаме искуство со тоа, Јоги колку толку више има искуство со патување и тие ствари, плюс имаше и многу магла, возевме по лека, така да музиката беше прикольна. Времето беше катастрофа, брат, да. Требаше да стигнеме, само беше битно да стигнеме у Штип на време и здрави живи. Тоа и се деси. Удривме по некоја пијачка, ја и Ѓорг бевме тука на страна, Дарко и Јоги си пуштаа сетови, ја загреваа вечерта онака за тоа што следи.
И мислам дека и то пројдовме и таму. Ја бев изненаден прв пат, немам иден у Coffee Lab, убаво е средено е, ме потсеќа на таков кафич за искачање, каде што ќе можеш на пример од 10:11 до 12:30 до 1 саат сабајле да си поминеш убаво, онака на журка. Што повеќе го поистоветувам со култура на искачање у Радовиш на пример или конкретно за Источна Македонија каде што кафичи се полнати и уште рано од 10 саат со резервации. Него ли било каде овде. Овде, например, може би локал, онака ја има таа култура, ама не толку многу други кафичи и ми се свиѓа тоа. Дека ми фали. У Радовиш веќе фалат такви места. Останаа само 2 и ми фалеше тоа. Ми се свиѓаше таа енергија така како што беше направена. Местото е топ, брат, шарао до Љубан, шарао до цела екипа на Coffee Lab, кога идеме таму сме си поминувале добри во другиот и во првиот локал, кој што сега работи, ова ќе биде втор, поише се забави, тој ќе си остане, ќе си работи само за кафе. Така да, јако се вика Coffee Lab, мислам дека има потенцијал за добри журки и новата година го потврди тоа. Да, одлично лајт шоу, одлично беше наместено, новиот дизајн е многу добар, убаво изгледа, тако е темно, е модерно е. И затоа викам дека изгледа како добро место за журка и то поминавме, таму беа онака полабав бев. Измеѓу со ја и Дарко јадевме нешто, јадевме од Thai Box. Crossroad situations, за да исподеси. Премногу ствари се доја, ама мислам дека главното беше веќе назад моментот кога влеговме у кола. Саатот беше 23:10, мислам дека буквално на 50 на минути пред нова година. Влагаме сите четворица у кола и тргнавме назад, ама дека кој што кажа Дарко, времето беше катастрофа, не сакавме да возиме пребрзо. Имаше многу магла, брзо требаше да се вратиме. Дарко тука пушта првиот дел, вториот дел беше целата екипа Шуршац беше у Лафе. За пречек на новата година и тргнавме да движиме кон Скопје, да се вратиме бидејќи Дарко и Оги требаше да пуштаат таму. Во меѓувреме пуштаа Панчо и Нести. И почнаме тука Дарко сакаше да почнеме да пуштаме песни со кои што ќе влеземе јако у 2023. И онака почнав, задачата беше префрлена кај мене. И почнав да размислувам онака што и се вративме малце наназад. И мислам дека тоа и го стартна многу добро и овој муавите сега што ќе правиме. Онака отворивме со неколку добри траки и нешто што ми остана на уме онака пуштавме Мик Мил, Young and I'm Getting It, Roscoe Fresh, Roscoe Dash, No Hands, so Wale. Waka Flocka, да. И Waka Flocka, Wale, No Clappers. Такви некои хитчиња кои што беа од 2012 до 2014, ама за нас беа голема работа. И на крај веќе беше, памтам дека беше 23:58. Оги ја плати патарината, втората патарина после Штип у Свети Николе. И само гледаме дека е 58 више, 59, ваќе Тарко вика застани овде ќе славиме нова година. Отвараме и скачаме сите од кола. Ја пуштам Stay Skimming. И тука веќе беше тоа онака, искочиме од кола, почнавме да песнееме си. Луѓе искочи од самите кабини, онака гледа, не им беше јасно што се дешава. Они ни нова година, брат, они реално и нив им беше нова година, се честитам, ги поздравивме од далеку, али Stay Always Skimming. Мислам дека беше тоа правиот старт на новата година, онака како да влезеш со таков all time hit, брат, ко Stay Skimming. Слушавме Френч, слушавме све што требаше да се слушне. Зборевме за Kodak Black, зборевме за Френч, за хитови, за Kodak Black зборевме, да. Имавме добар муавет онака за Максо Крим зборевме. Мюзик нердови, брат, онака на нова година со алкохол у нас, зборење за Kodak Black, за Максо Крим и за SoundCloud ерата, али преубаво си поминавме за на крај кога влеговме, кога веќе застанавме, се стабилизиравме, влеговме у Лафе, тука беа сите наши луѓе, се поздравивме одма и влеговме у јагото. Таму енергијата беше многу добра. Да. На многу високо ниво, ама и таман израмната со нас дека ние бевме на други ствари, ама енергијата беше таа, онака како ја и Дарко бевме здивени дека цело време го збориме онака, ние сме многу носталгични за тоа време дека и тоа кој што кажан, у цудот на младоста тоаш бевме за што е ново, сакавме се да чуеме ново, онака секој можен правец, секој подправец на хип-хоп, све што некако на било каков начин добираше до нас, тоа беше времето ние кога истражувавме онака и заради тоа од тогаш ги памтиме најголем дел од сите
тие песни, онака тие хитови, па дури и да можеби не го издржале тестот на времето 10 години подоцна луѓе да ги памтат, ама ние ги знаеме дека ние сме ги сакали у тоа време. Влагање таму, после не знам колку време, мислам дека Нести пушташе музика, се поздравивме тука со Панчо, со сите беше цела Шуршац екипа беше овде. Нести заврши, Дарко почна. Не пројда 5 минути, пак влагање со Мрси. Пак влагање од истиот дел, ама овде не ја ни пушти од почеток. Овде само влезе со Кања делот и мислам дека беше и многу добро. Не знам, тука имаше некој Wild for the Night, тоа ми е еден од милите миксови од уште од времето. Тука имаше некои добри бенгери, 4-5 ги врза. Мислам дека многу се крена, многу високо се крена енергијата. И брат, ја се изгубив, ја веќе почнав и Amaretto Sours да пие виски цела вечер онака и тука веќе ја загазивме многу. Мислам, мене ми беше топ. Ја и премногу алкохол испив, не знам што се деси таа вечер. Премногу алкохол испив, не се ни да бев пијан, нит ништо. Мајка ми се јави колку пиечки имаше спиен утре ден да ме вика. И кажав 6, извини мајко. Не беа 6. 16 беа. Минимум. Али ништо не ми беше. Не знам што се деси. Дали онака премногу енергија, премногу трошиш, брат, дека стварно цело време бевме активни онака. Цел ден бевме активни и преубаво си пројдов, останавме до крај. До тој момент кај што собиравме и опрема на крај, си отидовме, се поздравивме и тука и Денис беше и сите, не знам, можам да кажам дека една од подобрите нови години у последно време и ни recent memory, у смисла дека беше eventful. Ни стекот на целиот ден имаше некои ствари кои што се дешава, а мали tidbits онака кои што си кажеш, што е ова? Не се дешава ова, ме разбираш, ама многу ми беше мило дека поминуваш првенствено, иако Дарко ми е другар, кој што кажав, се нема десено да поминеме така нова година ја и ти. Тоа беше прво. Второ, си со луѓе кои што ги знаеш, ти се блиски, ама нема да се погоди, брат, ако не беше вака, немаше да се погоди да славиш нова година со нив. Да, точно. На крајот, после тоа и брат ми дојде таму, и они беа екипа четворица луѓе, ги внесовме и исто така, огромен шараут за вас исто така, иако немаше ни местото беше фул, влегоа и они си преубаво поминаа, они беа разочарени од местото кај што беа, не им се свиѓаше журката и топ си поминавме, брат. Сиде напиени, сиде кој што треба, енергијата на место. Одличен старт за 2023, брат. Ја не сум некој таков човек што гледа календарски нешто многу. Онака има едно меме, брат, од Чифки, брат, бенг, што прави онака со fireworks, исти сум и ја, брат, као. Али таа вечер ми беше топ дека пред се преубаво си поминавме. Разбираш, као не ми менја фактот дека беше нова година, колку што добриот провод и стварите што се десија и сите што стигна за да ескалира кој што ескалираш и да заврши кој што заврши. Тоа ми беше. Па брат, исто ми е мене секоја година, јас секоја година свикам, не се замарам со ова, на крајот на денот ми уште еден ден на работа и тоа не е било кој ден, туку напорен ден кај што апсолутно работиш еден или поише сетови пушташ и работиш можеби организација на вечер и слично. Али па као сега ја последниве години па си поминувам многу убаво и некако без очекувања. Споминувам топи секоја нова година ми е интересна и ја памтам по нешто специфично што е останато за таа година. Да. Оваа година ја дефинитивно сте искимен 0000, брат. Тоа ќе остане. Брат, многу интересно дека онака баш ја ги гледав комплекс листите за 2012 година. На прво место беше стајана Mercy. На трето место беше стајана Stay Skimming. Тие се две песни со кои одбележавме да речеме новата година на некој начин. Реално. Take it back 10 години назад. Ама мислам дека тоа е, брат. Значи, ја пред 10 години сум имал 17 години. Тоа е, брат. Тогаш е тоа времето кога си најљубопитен, кога си најзаинтересиран, кога си буквално сунгер, брат, на се живо и диво што ќе пројде низ твоите уши, се абсорбираш и го филтрираш на крајте и нормално е да нема да отцрнам никога ако не разбере. Ама тоа е. Да нас тоа ни беше, брат. Сега, например, на младите генерации на 17-18 години, например, ако Дензел им е најакото нешто што искочило годинава, нас ни беше Cruel Summer, брат. Таа година. И Дензел Кури се појави 2013, брат. Само тоа тоа е плюс Трец и сите тие носталџа, сите албуми, да, се појави 2012-2013 прво со неговиот сингл тој што беше на Vine, Ultimate се викаше. Онаа песна на заврши со рикипот на нова година? Може.
тоа е најјакото, брат, за таа ера што го збориме цело време. Јас знам дека го пишував и на некој текст, не се сеќавам точно каде, ама не е само дека имало големи хитови. Имало хитови, имало песни што го издржале тестот на времето, има песни што се забораени, како No Hands. Не е тоа битно. Тие неколку години, таа ера од 2011 до 2014, 15 више мислам дека не, иако там има остатоци од тоа. Така? Зборам за креативноста, за експерименталноста, за новиот бран кој доаѓа во хип-хоп. Доаѓа на цела генерација на нови лица. Не само суперстарс под наводници. Не е само Kanye што од порано е хит и Lil Wayne што од порано е популарен, кои се предводници на таа ера, него се појавуваат нови ликови како J. Cole, Kendrick и Drake, знаеме, светото туриство на новата генерација што се појавуваат тогаш со нова енергија. Се појавуваат трапери, се појавуваат ликови ко Wiz Khalifa, ко Mac Miller, се појавуваат Waka Flocka, цела екипа од Атланта, се појавуваат ликови ко Riff Raff, се појавува Action Bronson, се појавува Joey Badass, се појавува Denzel Curry, се појавува многу други кои се појавува Young Thug, се појавува Rich Homie Quan, Future. Као сите тие луѓе Rich Gang целото се појавуваат првпат, ги дознаваме за нив првпат во таа ера. И они првите брейктру, првите брейктру хитови ги имаат Migos тогаш Versace тие години. исто така. И као музикава што ја слушаме ние сега, па дури и Upper Echelon од Travis Scott е 2013 година. 2013, да. Целата музика што ја слушаме денес е базирана на тој звук што се таа генерација на луѓе, тие нови стандарди на снимање музика, вадење музика, изглед на спотови, ролаутс, изглед на кавери и слично, естетика цела на хип-хопот, дури и лошата страна настапи, кои можеби не се толку сјајни, се е базирано на таа нова генерација што се појавува од 2011 до 2014. Бидејќи претходно постојаат други правила во хип-хопот. Ние можеби не може да земеме одредена точка као година, сега од тука почна новата ера, ама допред таа ера постојат други артисти, други суперстарс, друг начин на облекување, друг тип на музика, Да. која полека, но сигурно од 2008-2009 до 2012 се тој преоден период, Да. ама више во 2012 кога гледаш ти дека имаш толку нови артисти кои се Го достигнува пикот каде што сите тие артисти што ги спомна постоеле и у 2011 и 2010 можеби, али годинава беше годината кога ги извадија своите први албуми онака. Не мора се First debutes, major label debutes или нешто такво, брат. или едноставно доаѓа времето кај што претходната генерација веќе е за поднаводници застарена, доаѓа нова генерација со тотално нов звук, тотално нова естетика, тотално нов изглед, мода и ние како нова генерација на фанови се закачуваме на тоа, брат. И тоа е основата на се ова што се случува во следнивите 10 години. И токму затоа ние сега од оваа гледна точка збориме дека нас не треба нова генерација, бидејќи да, окей, Дрейк, и пак Дрейк ги има најголемите хитови, Дрейк и Future ги имаат најголемите хитови годинава. Да. Ама нас не треба нова генерација, на хип-хопот му треба нова генерација која ќе донесе нешто ново. Можеби тоа ќе биде фабрикувано нешто од минатото, ама треба нова енергија, нова свежа крв, бидејќи ние нов зачин, нова енергија, го да. добивме. Добивме колаборации со EDM светот, добивме колаборации со Drum and Bass светот, добивме колаборации со значи онака Migos со Riff Raff на Diplo Beat, као милион сите ствари се дешаваат тоа што се беше многу јако. Майк Постнер на албум кај Раско, као милион Да. Major Lazer ремикс на Macklemore. Tonight, Lunis. Сите тие продуценти, Hudson Mohawk се појави. Lex Luger исто така на другата, Lex Luger на другата страна. Mike Will Made It исто така као Zaytoven. Сите тие почетоци, затоа ги велиме дека се почетоци. Тоа време тие круцијални ликови кои што сега веќе се сметаат за легенди, бидејќи стварно биле луѓето кои што ја изградиле овие 10 години ги изградиле, ги воспоставиле темелите за нив. Брат, Травис Баркер, се од тоа, брат, ме разбираш, као сите тие, Тревис Портер исто така, брат. Сите тие, дури и такви мали некои покец онака беа интересни. Го спомна Дипло, Mad Decent лейбелот. Точно. Што беше исто така стейпл за сите такви работи, Ти брат. рачуне дека Мија беше подпишана за Мија беше за Mad Decent, да. Као соработки со сите. A-Track, A-Track, Fool's Gold рекорд, брат. Дени Браун подпишан за Fool's Gold. Дени Браун, Детройт Рабер, подпишан за Нью Йорк рекорд лейбл, Ради брат. тоа A-Track е
DJ кој пушта почнува кариерата многу млад као скречер, као DMC шампион, да. Па после почнува да пушта бас музика, хаус музика, електронска музика, ама цело време го има таа конекција со хип-хопот и као и тогаш тој кросовер се случи многу интересен на таа фестивалска парти култура пред се во Британија и Америка. Као се викаше оној филмот? Кај шо е Кид Кади, кај шо е оној филмот, хаус журката шо Project X, исто така 2010-2011 искочи филмот, брат. Тоа е олицетворение, Тоа културолошки го точно. Го воспостави тоа што све следуваше понатака, брат. Онака и со Кид Кади Индикади е може да е малце порано, 2013 мислам дека. Кид Кади мислам да се појава малце порано, ама да. Не, ама еден од тој помелово албумите онака кај што се воспоставува тој меланхоличниот Кид Кади е 2013. Така да има премногу ствари у 2012 и 2013 кои што па дури и Мек Милер, брат, као онака Мек Милер не припаѓа у ниту една вода, онака само е Мек Милер. Тогаш припаѓаше, сега не припаѓа. Од това гледа точно. Да. Као сега не припаѓа, али од тогаш ни беше најнормално да слушаме све као Лауде 2012 исто така беше Треп Бенгер, брат, Мекаделик 2012 2013 го извади Watching Movies with the Sound of, онака. Тотален различен звук у една година. Сосема спротивен звук него ли тоа што беше Макаделик онака. Така да мислам дека ние можеби ги романтизираме тие и можеби сме носталгични према нив, ама тоа е сето издржано бидејќи стварно беше онака еден огромен melting pot на различни култури, на различни правци кои што сите соработуваа меѓу себе. Многу имаше прелази каде што хип-хопот беше многу поотворен за колаборации. Него ли што бил Оф Майкс, уште пред тоа Дарко исто така спомна, Пуша Ти тука се појави, иако Пуша Ти одамна рапер, али неговата соло кариера тогаш и тргна. My Name is My Name е 2012. Пуша Ти и Тучейнс, кои се легенди. Викаше Тити Бој и беше подпишан за лейбелот на Лудакрис. Нема да се преправам дека го знаев Тити Бој уште од тоа време. Го дознавме како Тучейнс, али сите тие ствари онака. Исто така и Future е уште тоа време. Future имал тоа време 30 години, брат. Сите тие не биле млади рапери, брат. Као можеби Дрейк на пример бил еден од тие најмладите од тоа генерација, Кендрик Кол. Али имало артисти кои што веќе биле онака на некаков начин у својата имале музичка кариера и сега се реинвентнуваат со новиот звук. Точно. Juicy J исто така, брат. Stay Trippy 2013 е тоа, брат. Juicy J, Dark Horse со Кети Пери, брат. Најголемите кросовери со поп музика ги се десија тогаш, брат. Трап музика, Miley Cyrus 23, све тоа, брат. Pre-eventful беа тие 2 години. Мислам дека и затоа сакавме, мислам дека ако брат, па ја би отишол до таму кај што можам да спомнам дека нема други луѓе кои што може да зборат вака ние кои што можеме да збориме, брат. Дека се што се дешаваше тука ние бевме, брат. Утредента го знаевме, ме разбираш, као со Дарко беше само чудни линкови се препраќавме од ремикси, од SoundCloud, од Mixcloud линкови, све се тоа препраќаше само вака, left and right, Дарко чуи го ова, Тројбој, све, брат. Онака има мал милион имења, дури и ствариве кои што ќе ги спомнеме денес, албум имења, they're just scratching the surface, онака бришат прашина вака само површински, не стигаат длабоко у сршта бидејќи тоа време многу беше се базирано и тоа на ремикси, Бауер се појави, Харлем Шейк беше 2012-та. Така нешто? 13-та мислам дека. Може би 13-та, ама не битно кога збориме не факете за здраво за готово бидејќи нема се да ги проверуваме фактите, го правиме ова одсеќавање, можеби ќе сгрешиме некоја година или некој датум, али не знам, тоа ми беше онака премагично ми беше, сите работи тоа што се дешава, многу беше некако многу беше униформ, ама многу различно. Као тоа знаевме дека сето тоа што не спаѓа у традиционалното хип-хоп, ме разбираш? Сето тоа беше другото наше, брат. Ме разбираш? Ја мислам дека дури електронските звуци онака, сето тоа бас што преовладуваше, пак го зимав под некоја закрила наша, брат. Ја мислам дека млада енергија. Ама не беше толку различно. Како што е сега на пример на сцената. Имаш одредени карактеристики што се проявуваа секаде. Добро. Не во поглед, можеби не само во поглед на звукот, ама тие артисти што соработуваа едни со други, беше се создаваше на голема сцена. Да. Неколку години покасно тоа се случи кај нас. Со Трап да фака. Исто. Се споја луѓе од различни работи, од различни позадини и се споја и настана нешто ново. Не секој од нас од нив имаше различен стил, естетика на звук, продукција, стил на пуштање музика,
ама се спаѓаше под исто брат дека исто беше. Тогаш. Ги заборавивме. Рей Шримерт брат. Рей Шримерт исто така, Shrimp Life. Shrimp Life мислам дека е еден од најлегендарните трап албуми брат. После вака, после времето како поминува, јако можеби не е албум за слушање, пак се Да. колекција Таму на имаше синглови. бенгери и бенгери. Тоа се колекција на синглови каде што можеш да извоиш 70% од албумот Точно. онака и сите беа бенгери у тоа време. Точно. Брат. Па Тоа дури беше- сега се брат. Не, и тоа дефинитивно, брат, тоа беше времето кога такви синглови функционираа многу дека се што ни беше да бидеме надвор, брат. Тие песни сега ги слушавме и дома, ама колку ги слушавме дома, толку ги слушавме и надвор, брат. Јас знам јас колку искачав надвор, онака општо колку искачавме и по журки идења и по настани, па да се организираат такви настани. Ја така и стапив у контакт со Дарко. Он беше човекот кој што го туркаше тој новиот звук. Ја веќе имав слушането за него, го имав идено на неколку журки него. Урадовиш беше многу труло. Се уште се пушташе Jump Around, беше најголемиот хит. И во Скопје исто брат. Да. Не, тоа беше општо сентиментот на секаде низ Македонија. Таква беше диџеј климата у тоа време. Се уште диџеите беа заглавени на мислам заглавени. Тоа функционираше, луѓето тоа слушаа, као тоа го бараа. Ние не дека бевме the majority of it, ние бевме онака по ниш луѓе кои што беа помлади и сакаат да чујат нешто друго. Дарко беше еден од ретките и единствениот можеби у тоа време што ја имаше таа платформа ко диџеј што сакаше да го турка звукот. Буквално онака, дали беше Инстаграм, дали беше Фејсбук, сме си пишале тоа време. Му реков брат, сакам да те викнам, сакам да договорам журка у Радовиш, чисто малце поинакво да биде од дека сум изфрустриран, брат, не можам више да слушам Шон Пол, не дека имам против Шон Пол, сега го возвишувам Шон Пол, али у тоа време секој Презаситен си, петок брат. презаситен си од истото нешто, Jump Around и онака као до тој степен кај што ја имав, уште се сеќавам на статусите 2011-2012, Bon Jovi House ремексите текна некои такви за мене што се апсурди брат онака као и си викам okay, something's gotta change. Така и стапив ја у контакт со Дарко и од тука онака продолжи се до тоа да се развива кон другарство и кон све, али мислам дека 2012 или 2013 беше и првиот пат кога дое у Радовиш онака кога организиравме журка у Escape као. Имаме слика брат, треба да најдам. Имаме слика. Еве сега кога Дарко ќе почне да збори, ја ќе ја поверам на Facebook, али тогаш исто така, уште памтам какви песни се пуштаа брат. I can transform ya. Тоа беше модерниот, тоа беа ствари што уште не као Swiss Beats беше Nas Dadon од Life is Good онака као Тоа е природниот период за мене. За Тоа мене е тој како природниот DJ, период. Како фан, да, I can transform ya, ток де ток од Риана. тоа Unapologetic брат 2012 исто така. Брат, Diamonds е најголем хит на Spicy секој четврток брат. Така, 10 години имаат пројден од која ми искочено. Класика, Класика е, certified брат. поп класика и она R&B, поп R&B како да се вика. Изи. Нема, легендарен албум е брат, легендарен албум е. Ја барам сликата. Ја побараш ке потреба малце дека беше одамна, али тој впечатокот за мене онака зборевме лани, погледнете и таа епизода, таму уште не знаевме точно дека тоа е трап, дека тоа е новиот звук. Знаевме дека е нешто ново и свежо што ни се свија нас, али како проаѓаше време, требаше поминат година-две за да се оформи самиот звук и самите карактеристики на звукот и да се појават тие нови артисти кои ќе го третираат тој звук. И тука беше најголемата промена беше кога Ја најдов. не, Лудница. Кепшонот е Going HAM. кој е? Хем. Ова е првата мислиш? Ова е првата. Ова е од првиот пат кога беше Дарко Урадовиш. 2013-та? 2013. Значи јуни 2013 бил прв пат Дарко Урадовиш. Ете. Значи не било 2012, 2013, тоаш више се слушало и A$AP Rocky и све тоа. Мора да го зборевме тоа лани. Тогаш не идеше толку брзо музиката како што иде Не сега. идеш. И се идеше со мало закаснување, и тоа не со толку мало, и со поголемо закаснување, и онака требаше време дека стварите стигнат до нас, ни легнат. Јас почнам да ги пуштам и можеби некој ги слуша на прв пат и се навлече на тоа. Па дури и тогаш требаше да се најдат луѓето да се спојат истомислениците кои ја слушаат таа музика, кои Исто. не се знаевме точно кој кај е, зашто Јас само тебе те знаев немаше буквално. точка, немаше точка што ги спојува тие работи, што можеби исто тоа беше значењето на Trap the Fuck Up, што ги спои сите тие Ја работи. унифицираше целата сцена овде у Македонија. Јас се сеќавам првата забава која сакав да биде само New School или како да се викаше тоа тогаш.
И организирав во Соравија, во кафичот доле. И А, се викаше тој кафич? не се Ја сеќавам ми се како се искачам викаше, таму, да. искачавме таму од време на време, Да. пуштавме музика. И ја најавив така нешто како само new school, само нови ствари. Од толку што не ги знае луѓето песните, на крај ми снемаа песни бидејќи брзо ги менував и пола од песните се испичкав да ги пуштам бидејќи сватив дека нема Фер. никој да ги знае. Mind you, ова е 2012, така? Така нешто сигурно е или 2013 можеби, не знам. Значи кога беше Mercy, кога беше Bugatti тие, ама имаше музика, ама немаше доволно музика да тече цела вечер во Скопје. Kiss the Ring се викаше... Како се викаше? Kiss the Ring се викаше на Калет албумот од таа Не година. знам, брат. Не, Да, ама тоа. исхуд, брат. И знам Bugatti луѓе исто. кои дојдоа, шаут, сите луѓе кои дојдоа тогаш, Мартин, Елена Миси и многу други, онака кои се сврта, кои ја слушаат таа музика. Не се ни сеќавам сега да не испуштам некој, али као не успеав да истерам цел таков сет. Бидејќи требаше време да го стигне целиот овој стил тука. И плюс беше многу различен од се друго што се пушташе тука, како што кажа ти. Jump Around, Party Up, Candy Shop, Тие тој класици. стил Crazy in Love, што дури сега ги враќаме и ги пуштаме пак. Као, за тоа може би поише песни као Fucking Problems од A$AP Rocky и може би Mustard продукцијата полесно проаѓаше тука. И тоа беше момент, преку тој момент мислам дека успеа да влезе во новиот звук во комерцијалните клубови во Скопје и во Македонија. Поише преку Mustard, а овие траповите под наводници беа тука само као филери заедно со Нига Симпаријас и други песни кои се истиот BPM range, па имаше туку уште нешто друго да се пушти од страна, као Нига Симпаријас, Mercy, Can't Hold Us од Macklemore која после стана и кросовер хит. И така лека по лека што се вика буквално песна по песна се градеше мојот сет да можам во еден момент и да пуштам само таква музика. Исто така, Кетчап од Mustard албумот е 2012 година, брат. Што беше првиот, точно, ама после се појавија Kidding, сите продукции на избрав Крис на T.Y. Браун, Dolla Sign. Тај Дала Сайн. Све тоа, брат, тоа луѓе мислам дека и ние дури малце ќе онака забораваме кога збориме за тоа дека тоа време стварно имаше онака ние ги делиме на BPM онака 70-ки, Да, имаше така имаше трап. 70-ки, 60-ки, имаше трап. Али колку имаше трап, толку имаше и 95-ки и 100-ки. Мели Моли Мол, Mustard кој што го започна се до тоа. Сите тие брзи онака битови до 90 до 100 BPM range кои што беа баунси, кои што беа клубски, а ја има истата енергија. И забораваме на тие. Тие најчесто ги изоставуваме кога збориме за се во ова дека тогаш цензусот беше примерен кон трап. Се префрли кон трап. Почна да се префрлува кон трап, али имаше секогаш имаше движење кое што исто беше многу. Брат, имаше еден момент и тоа и Рил сега се покажа. Да се појави Рилот, да. Брат, Mustard све беше Mustard продукција едно време тоа, ама тоа Гренте тоа веќе беше 2014 со Kidding и со све тоа. Ама со собрани више 2012, 2013. Тоа беше 3-4 години хитови кај што све беше Mustard онак. И заради тоа мене ми е толку многу добар Vince Staples, брат. Ме потсеќа на нешто старо, ама со модерен звук, со некој друг поалтернативен артист. Овој звук сега, да. И иначе заборави да кажеш дека пуштив една песна од ја пуштив и Lemonade на нова година. Исто така. И Vince Staples има музика која може да од се новиот албум што можам да ја пуштам на warm up, на closing, на денска журка, да, ама може. И се слагам ме потсеќа мене на тоа, иако е во многу друга енергија, во многу друг круг е онака направено, сега брат. таква алтернативна инди енергија, ама Што и мене ми треба, тоа го збориме. Сакаме да се повлече у некој такви за да видиме малце креативност. Mustard е креативен со продукцијата на новиот Vince Staples албум, брат, и ми се свиѓа се до тоа. Исто така морам да напоменам, брат, 2012 имаше неколку моменти бидејќи имаше многу кликс, се појави TD, се појави MMG, Maybach Music Group, имаше појави дури, извини што те прекинувам, се појави, не знам, можеби тоа беше малце покасно, Диди го рестарт на Bad Boy со новата екипа, со MGK, со French Montana, исто. не знам уште кој беше, дали беше Rick Ross со нив affiliated или нешто така. Rick Ross потпиша joint venture кога го за Excuse My French, потпишаа заедно договор со Bad Boy Records и го зедоа. French беше поделен, пола беше под MMG, пола под Bad Boy и сето тоа беше идеше преку Atlantic Records, тоа го читав са бајлево. Читав за Excuse My French бидејќи знам дека после за Sanctuary или како и да се викаш, не, Sanctified, за како и да се викаше тој албум на Rick Ross, каде што и соработуваа заедно со Диди. Така да имаше многу такви, брат, да не ги заборавиме исто така кои што се многу битни. Raider Clan,
Ghost Purp и овие мислам Ghost Purp. Space Ghost Purp доле. Не сум слушал Мајами. тоа. Тоа е таа фанк, тоа е Дензел Кари. Дензел Кари е дел од Raider Clan 2011. Од нив се инспирираат A$AP Mob, брат. A$AP Rocky тука доаѓа 2012. Ad Future исто така. Од Future 2012 го вадат the OF Tape Volume 1 и на неа на тој албум се наоѓа Oldie. Oldie е онака клик една помеѓу тие онака клик песните кои што се на пример као Cruel Summer ги имаше такви поише, као Mercy, као Клик. Сите сите оние што беа Good Fridays, што се вадеа оние сега ќе ти кажам многу интересна ствар. Ја се збеснав са бајле кога читав тоа и не знам зашто се изреметив толку. Good Friday серијалот фактички не знам зашо го имам испомешано таймлајнот дека ја мислев дека е после My Beautiful Dark Twisted Fantasy, а тоа е пред најавата, тоа е најавата уствари. Само беше викам чеве брат, викам као Christian Dior Flow, Christmas in Harlem. Christmas in Harlem. Викам че тие беа, викам не беа за Cruel Summer онака. Не, викам ти Cruel Summer е друг звук. Cruel Summer е друг звук, али на онака тера сите тие брат. Многу имаше јаки траки тоаш брат. Good Morning Good Morning брат, сите. До една нема лоша песна. Муабетот ми имаше многу кликинг, имаше fucking problems One Train, искочи 2013, првата, втората недела од јануари брат. Така да интересно време, имаше тука се почна и Beast Coast заедно со Joy, Точно. Capital Steez, тука почнаа The Underachievers исто така кои што тоа време има, Bishop Neuru се појави исто така од Нью Йорк сцената. Многу имаше. Ги збориш сите вие, не збориш за Атланта воопшто, така да рачуни Атланта што се дешава. Атланта плюс, Атланта Gucci Mane брат, исто така. Значи Brick Squad брат. Сите тие. Тука се појави так исто така, иако так ја многу покасно го закачив, али так исто така у 2012 има извадено проект под тој лейбл кој што за Gucci Mane, али као има премногу работи у 2012 кои што се имаат десено, да не го заборавам, Frank Ocean брат, исто така, Channel Orange брат. За онака што Ептин ја има срушено бариерата за звукот за тоа кој што се има појавено. Најбитниот албум можеби не го спомнав. Good Kid, Mad City, мислам ја не го спомнав. Исто така Kendrick Lamar деби албум брат. Имаме зборено, ќе го збориме и пак. Ти имам напишано овде. Само вака ќе ги набројам албумите кои што имаат искочено у 2012 брат. Ајде. Good Kid, Mad City од Kendrick Lamar, Channel Orange, Rich Forever, Rick Ross, ова е најдобриот микстейп, Top 5 mixtapes of all time. Ова беше овде се најде првенствено Stay Skimming, овде се најде Triple Beam Dreams со нас. Овде се најде Rich Forever со John Legend. Сите тие песни за после 3 месеци човеков да го извади God Forgives I Don't. Исто така мега релиз 10 Jesus Peace, 16 со Andre 3000, Amsterdam. Хитови, Three Kings онака со Jay-Z и со Dr. Dre. У тоа време у 2012 уште се надевавме дека ќе искочи албумот на Dr. Dre. Да. Detox го чекавме. Kendrick Lamar имаше Waiting for Detox, имаше една песна од 2011 и никад не се деси тоа. Кога се појави нова генерација, више го заборавме. Мислам дека Detox остана во историјата со новата генерација. Dream Chasers 2, Meek Mill. Ова исто беше времето кога артист, посебно вакви артисти, трап артисти вадеа прво микстейп со неколку синглови на неа и имаше deep cuts. И после тоа тие синглови се префрлуваа во студискиот албум. Исто тука беше Stay Skimming, после се појави на French Montana проектот. Па овде Dream Chasers 2 имаше неколку песни, па после се појавија на деби албумот на Meek Mill, Dreams and Nightmares. Dreams and Nightmares исто така. Интрото, најлегендарното интро брат, може in recent memory. Да, точно. Long Live A$AP брат, A$AP Rocky. Класика брат. Habits and Contradictions, Schoolboy Q. Тоа не знам дали имам слушано искрено. Многу добро исто така. Pluto Future. Ова е првиот проект на Future, иако ја Future го фатив погасно. Cancer for Cure од LP. Ова е годината која се обединија Run the Jewels исто така, кои што се многу интересен покет у целата култура брат. Црнец од Мемфис и од Атланта. И белец од Нью Йорк се спојуваат брат, едниот продуцент и рапер, другиот само рапери се спојуваат и го прават најчудното дуо што функционира исто така преку Fool's Gold Records, кој што беше платформа за такви чудни колаборации. Life is Good од нас, исто така, од нас се врати после долг хијатус онака со овој албум.
ние го слушавме, немаше толку импакт на културата. Немаше толку импакт, иако беше номиниран, има 4 номинации за таа година за албум на годината. Ама не доби, тоаш доби Мекламор. Али сам да ти кажам, имаше 4 Grammy nominations за 2013, не знам зашто. Али, например, Cherry Wine се уште ден денес се слушам тој албум, една од омилените нас песни ми е. Cruel Summer, Good Music, Unapologetic, Rihanna, Kaleidoscope Dream, Miguel, Classic, Квартали. Blue Chips и Rare Chandeliers со Action Bronson, едното со Alchemist, другото направено со Party Supplies, 1999 Joey Badass, исто така Classic, Control System, Absol, исто така, Mechadelic, Finally Rich, Chief Keef. Брат, буквално пред некое време имаше 10 години, сега пред некој ден, брат, имаше 10 години. Зборевме, имам кажам. На почетокот, Detroit, Big Sean, Guap, хит, исто така, многу беше. Ова беше почетоците на Big Sean. Моментот кога кажа дека е подпишан за Good Music. Овде го имам ставено Tonight EP, од Лунис и... Тоа е друга тема што ќе треба посебно да Тоа посебно влагаме. Triple X, XXX од Дени Браун, исто така. Многу добар под. Deep, песната Deep. Лудило. Индикат од Kid Cudi. Jesus Peace, The Game. Али бума е? Добро. Више да го престанувам да слушам The Game. Да, ама ова беше албумот што беше продуциран од Kanye. Од тука мислам дека на ова има соработки со Каман едно друго. Celebration е од овде, што е од на микс. Да, ова е Celebration беше за First of the Month, исто така семплот е земен од First of the Month од Bone Thugs and Harmony. Да. И Self-Made Volume 2, MMG, Maybach Music Group, ова можеби јас сум единствениот што ги каза, ова ми беше можеби еден од тоа. Го слушавме Стали, брат. Gunplay, Стали, овде беше Пил, овде беа сите тие affiliates на MMG што онака, као ја бе умирав за нив ова време. И овде има една многу добра трака, се вика Power Circle. Овде и Кендрик Ламар го има, можеби еден од најдобрите онака врсови у тоа време, и The Heist, Macklemore и Ryan Lewis. Ова се само албумите кои што ги имам спомнато овде, кои што ги напишав од прва, брат, онака ги знаев овие дека се искочени. Исто така, Chance the Rapper, Acid Rap, има искочено од 2012. Crazy. Нереално е колку има различни звуци година од само таа година, ме разбираш? Сите тие, брат, дури еве ќе влеземе толку подлабоко, Лупе Фијаско го извади Food and Liquor 2, брат, тоа време, ме разбираш? Тоа беше fall off на онака, тоа беше многу лош албум реално. Али онака како имаше толку многу простор за музика, сите луѓето очекуваа музика нова од артистите, брат. Тоа беше времето да се покаже што можеш да направиш, брат. Тоа беше времето, 2012. 2011 се уште беше онака. Taker можеби беше онака по-голем релиз. Ме разбираш, како од таа нова сцена. Ако ме прашаш, My Beautiful Dark Twisted Fantasy не е дел од тоа, брат. Да, не е дел од тоа. Е само све тоа што се дешавало последниве 10 години на највисоко ниво направено. Точно. Ова е друга ера, друга вакво, да не овде ја не го ни спомнат The Weeknd, бе, брат, исто така. The Weeknd, тоа сега ја да кажам. Не е спомнат ни тука на листите, Lana Del Rey, Born to Die. Исто така. Исто така, со A$AP Rocky ремиксите, бе, брат, сите тоа. Wiz Khalifa, Taylor Alderdice. Не го прочитав, го има фи овде напишано исто така. Не знам. Само е доволно листиве да ги спомнеме, брат, онака. Не е дека ова биле можеби сите проекти што сме ги слушали ние секој ден или се биле сите groundbreaking проекти, али на нив имало моменти што биле многу значајни, брат. Да, тоа. Од овие не се сите groundbreaking, ама пак. Уште фокусот на проекти наспроти синглови. Синглови има како најава за проекти. Да. И ние музиката ја слушаме на проекти, тука гледаш ти колаборација на Кендрик со MMG. И тука ти е mind blowing онака. Кендрик MMG го имаше извадено откако го извади Good Kid, Mad City. Така да можеш да видиш колку му било битно на Кендрик да се појави кај Rick Ross на Mixtape Cut. 8 минути е песната. Mixtape Cut, тоа, буквално. 8 минути е песната, брат. Он е последниот врс онака како треба да чекаш 6 минути и 2 минути он после има врс, брат. Не прекинува, брат, да рапува. Многу музика за брат. Имам напишано 16 од Rick Ross, Fucking Problems, A$AP Rocky, Mad City од Kendrick, Oldie од Odd Future, Just What I Am, Kid Cudi and King Chip,
Goldie, A$AP Rocky, Dreams and Nightmares, Wild Boy, MGK и Waka Flocka Тоа е Flame. тоа, брат. После ремиксот со Мик Мил и со French Montana. Bad Boy Remix. Bad Boy Remix, брат. Hate Being Sober, Chief Keef, 50 Cent. Исто. И имаше многу интересни, Celebration, многу беше спомнам. интересни моменти што ги имам запишано овде. Ова беше годината која имаше, кога сите збесна имаше на Coachella, Тупак холограм се појави. Тоа беше 2012. Брат, не, извини. Based on a true story, 2 Chainz. Да. Извини, го заборај Како го главниот албум. заборавивме тоа, бе, брат. Албумот на годината, брат, на кавер ми стоеше слика. Исто години така. се тоа, Многу брат. интересен факт. Virgil Abloh е човекот кој што го има направено ова. Тоа не Уште го од знаев, 2012, ја го дознав годинава кога почна сите да пишуваат работи. Ова е Virgil cover, брат, од 2012 Много ја. година, брат. 2013 е Jesus, исто така негов кавер, тоа беше првиот кога чув ја за Virgil. Мислам, добро, имаме чуено за Virgil и од Pyrex Vision и од све тоа, као Pyrex Vision исто беше 2012, Роки не соблекуваше в Pyrex Vision ствари, брат. Сакавме сите да го имаме тоа, брат, онака као Calm the fuck down и сите тие ствари онака као AliExpress-ки глупости нарачуваш, пробуваш, не се фаќа. Ајде, кажи, извини што те прекина, брат. Убаво спомна преска, тоа беше многу интересен дел. Ја ќе го спомнам T.I., брат. Многу луѓе T.I. не го спомнуваат у 2011. T.I. ја потпиша Иги Азелија у 2012. Иги Азелија у 2012 беше лудило, онака, имаше преголеми хитови. И Upper Echelon следеше у исто така. 2013-та. 2013 е, као T.I. е тука, брат. T.I. на еден момент има екзекутив продус за Тревис Скот. Ама и нели тоа беше за нив подпишани B.O.B. Да. Hustle Исто Gang. така B.O.B, брат. B.O.B. имаше голем Airplanes. кросовер, Најголем кросовер имаше меѓу Ја го слушав многу и сите го слушавме, брат. Сите го слушавме B.O.B, брат. Сите. Значи, затоа велам дека преинтересна сцена беше, многу беше спектарот на работите кои што можеше да ги чуеш од 2012 беше многу и тоа све беше at the forefront, ништо не бе се имаше view, се имаше внимание тоаш време. Ако беше различен, ако звукот беше малце поинаков него ли претходниот, тој што има направено, истакнаци, брат. Имаше многу блогови како Run the Trap кои што даваа спешал, имаше многу YouTube канали кои што тие постираа музиката со милионски views. Постоеше уште SoundCloud и тогаш, брат, онака како посебно тоа поише беше за трап артистите, онака како место каде што може да не многу убава ера беше. И исто така, ова морам да го напоменам, Exodus 23-1, My Name is My Name 2012, пушати официјално го почна бифот со Lil Wayne. Го имам и лајнот овде. Contract all fucked up, I guess that means you all fucked up. You signed to one nigga that signed to another nigga that signed to 3 niggas, now that's but bad luck. Ова збори за ситуацијата у YMCMB. Овде ги напаѓа Drake, овде го напаѓа Lil Wayne, му збори дека колите не се негови, дека Baby owns like all the cars. Ова стартна многу добар арк што тераше буквално до пред некое време, брат. Така да 2012 беше eventful year, онака како и не знам сето тоа, например, јас се сеќавам исто заврши со смртта на Capital Steez, брат. Capital Steez требаше да го вади неговиот албум, Joey Badass го извади, доби платформа, онака млади луѓе добија платформа за сите да извадат свој посебен албум, за Static Selecta да влезе исто овде, брат, ко легенда у играта, имаше албум Time is Now или нешто такво се викаше, со Action Bronson колаборации, со Joey Badass колаборации. И онака, до Capital Steez исто така требаше да го вади албумот, почини, мислам дека и така и заврши, ама тогаш тоа време, онака, ја се сеќавам дека премногу, превидно и будно пратев музика, као седев на Твитер, гледав што се деша, ја пратев целата ситуација, блогови, едно друго, комуникација со луѓе, дека самец бев у тоа време, немаше други луѓе што ја слушаа околу мене истата музика, не беа толку заинтересирани за седо тоа, брат. Заради тоа мене толку ми останато тоа, као, например, сега, години уназад ако се вратам, без разлика колку ми значеле некои албуми, не се сеќавам толку колку што се сеќавам на овие ствари, брат. Иако овие се многу поодамна. Веќе овде има 10 години пројдено. Пројдени, да. Многу е чудно, брат, као се сеќавам на песни, се сеќавам на моменти, се сеќавам на лирикс, брат, од самите ствари, на случки кои што си имаат десено. Не можам да се седам за последниве 2 години за некој таков албум, разбираш, заради тоа го зборам тоа дека нема еден дефинирачки албум, нема. Као 2012 и знаеш Good Kid, Mad City, одма го изустуваш, брат. Тоа те асоцира на 2012, брат. Таков белек ми треба. Таков белек ми треба и година.
оваа година, следната година ми треба тоа, брат. Ми треба да има ствари што ќе ги бележат овие години. Се осеќам дека последниве 2 години нема нешто Така е. дека нема белези, а ние овде зрачиме од белези само за една година, брат. Не знам колку време збориме, али само што валјда успеавме многу површно за хип-хоп музиката, се уште немаме спомнато за трап музиката која што тоаш почна. И го начнавме тунај. Додека сме тука, мора да те прашам за муабетот што го зборевме за The Heist. Добива Добро. Греми пред Good Kid, Mad City. Да. За луѓе што не знаат, тоа беше најголемиот апсет. Ја од тогаш мене од тогаш ми стартна тоа Fuck the Grammys, бидејќи за мене Good Kid, Mad City уште кога искочи беше многу добар албум, многу квалитетен албум и многу голем албум пред се. Стварно онака го гледав ко најдоброто парче музика тогаш што имаш искочено, како Ептен, Poetic Justice, Swimming Pool, сите тие, дури и сите Money тие Trees. Money Trees, Deep Cut, сите што беа и на самиот албум, сите ми беа добри, брат, сите ми беа и онака. The Heist, тоа беше еден многу чуден момент. Се појави Thrift Shop од нигде никаде онака како Вирален хит. вирален хит, беше насекаде и тоа беше можеби со нов звук кој што беше општо прифатен од сите. Мислам дека не постои човек што не ја знае Thrift Shop, ако не ја знае по име, ја знае по звук. Да. И плюс тоа беше многу како ќе кажам, тоа беше дупка у хип-хоп музиката, брат. Тоа е бидејќи онака секогаш има мал елитизам кај хип-хоп музиката пред се и сега ти се појавува, значи ги знаеме сите главни градови кои што се за Атланта, Њу Йорк, Лос Анџелес, така, Хјустон. Ги знаеме тие големите градови кои што продуцираат многу добар хип-хоп. Си доаѓаат двајца белци од Сиетл, Едниот е белец, другиот е мешан, не е ни битно. Изгледаат белци. И Рајан Луис и Мекламор скачаат од Сиетл, кај што онака како немаш чуено за големо хип-хоп име. И го онака како некој индустри плент албумов е насекаде, брат. Искача песна која што можеби беше тоаш сигурно и беше сигурно уствари глас за многу, зборам за Same Love, беше една песна на албумот која што збореше за ствари кои што не се збореа тогаш, се уште тоа беше тој маскулинити, се уште беше онака. Хип-хопот се уште у тоа време онака конкретно тогаш загази и Рик Рос загази со сето тоа и све. Се уште не беше политички коректен, не ги интересираше за тие ствари онака. Почнуваше да вулгарно беше, се уште беше такво токсик маскулинити, се уште се користеше да F-word и све тоа онака како се користеат работи со кои што денес на пример не се прифатливи. И се појавува песна ко Same Love, која што е глас за тие луѓе кои што на еден начин немаат репрезентација, посебно у таква култура која што е машка на еден начин. И имиджот им многу свети зависи и на статус и на жени и на све тоа и ти искача Same Love која што го бори сето тоа. И ми беше еден чуден мене момент бидејќи ја лично не резонирав со албумот, го слушав на поише наврати, ама никад не ми остана нешто усеќавање, али имаше преголем успех. И тие беа два албуми кои што беа стаени еден спроти друг на крајот на годината. Едниот беше Good Kid, Mad City, другиот беше Рајан Луис и Мекламор The Heist. И Дарко Преска ми спомна ми пишат, буквално беше пред врата, не знам зашто не чекаше тоа да ми го каже у фаца. Мислам дека ќе имаше многу поголема реакција од мене. Ми пише, ја му пишам, му објаснувам зашто ќе збориме, за што како моменти некои интересни. И ми вика, па ја не мислам, брат, дека Good Kid, Mad City беше ропт од The Heist за дека уствари му е и заслужена победата. Има аргументи. Така, има аргументи зошто The Heist има победена, да. Наспроти Good Kid, Mad City збориме кои да се бираат Греми награди. Значи во 2013 година, Во 2013 се бира. во вториот дел на годината, така. Да, Значи збориме поминато е некое време од максимум една година од излагање на двата албуми, така. Година и нешто, да. Мислам дека директниот и првичниот импакт на The Heist, председнат сингловите на The Heist и целиот тој збориме за being groundbreaking, being се тоа. Овој албум е по-groundbreaking од Good Kid, Mad City за таа година. Бидејќи, како што кажа ти, збори за ствари кои можеби Кендрик не збори, Кендрик денеска збори за тие работи во Мистер Морал. Пред 10 години не го збори тоа. Да, Кендрик Збориме со Good Kid, Mad City даваше перспектива на други работи кои што
исто така беа изолирани, ама се многу поблиски до неговата публика. Ме разбираш дека И не, тешкиот живот, гетото, светоа, тоа што се обработуваше. беше нешто ново, ама не беше ништо ново, groundbreaking за тогаш. Во споредба со ова, ако збориме конкретно. Добиваме кросовер мега хитови као Can't Hold Us и Thrift Shop, кои се поголеми хитови од било која песна на Кендрик на тој албум. Па дури и од Mad City, ако збориме за кросовер апил, ако збориме за Billboard чарт, ако збориме за масовна популарност. Mad City никогаш не е пуштана на Антена 5 радио во Македонија, брат. Овие две песни и сите тие што се бенгери таму биле пуштани. Ова е Јас сум The Devil's Advocate сега во моментов, бидејќи сакам да ја давам перспективата зашто може да Хайс да биде одбран пред Good Kid, Mad City. Можеби некако албум за слушање од првата до последна песна, и ако не се ни сеќавам, јас можеби и овој окей за слушање. Знам дека мене не ми беше. Ја убаво се сеќам, мене не ми беше убав за слушање. Има многу поп моменти. Да. Има многу такви меки моменти кои се неконвенционални за нас како хип-хоп фанови, и за тоа и можеби не е таков, бидејќи B.O.B беше кросовер и беше поп, ама доаѓаше имаше поише хип-хоп елементи. Ова не е така, и јако многу интересно тоа го примете ти кога гледаше преска трак листот, дека има песна која се вика Jimmy Iovine, која гостува Absol, има песна White Walls, која ствари првиот сингл од овој албум, на која гостува Schoolboy Q, на албумот на Macklemore и Ryan Lewis. Така да, сакам да кажам само дека има аргументи зашто овој албум после само една година е одбран пред Good Kid, Mad City, иако сигурно има уште поише аргументи зашто треба Good Kid, Mad City да биде, или им издржано поише тестот на времето, што уствари е можеби уште поголем комплимент за Кендрик. Мислам дека да. А јас само ќе надополнам дека ако еве сега се вратиме 10 години назад и гледаме, можеби во сите тие circumstances кои што се стаени овие два албуми еден против друг и за таа година, у тоа време кога били искочени, кога живееле, би се согласил дека The Heist имаше поголем импакт worldwide, дека општо онака имаше поголем импакт, бидејќи Кендрик, иако е објективно подобриот албум и поквалитетен со подобра изведба, Рајан Луис е де факто многу добар продуцент. Албумот беше многу добро продуциран, зборам за The Heist, и беше добар репрезент за нив, ама не толку за хип-хоп музиката. У смисла дека многу беше поразличен него ли било што друго. Точно. Беше Ја би го ставил, брат, са нешто као, можеби ќе биде лоша комбинација, као Lil Nas X, само со многу по conscious музика, брат. Фер. Да речеме, немам појма. Не, такво е. Затоа ти викам, мене The Heist ми е енигма у сето тоа, брат. Као best hip-hop albums of 2012 и после само го ставам у посебна, брат, го ставам The Heist, онака. Као знам дека е тука, али не ми е у се друго што има искочено. Овие секако ми имаат некаква сродност, овој ми нема, ама е хип-хоп албум. Дека темите што се обработуваат. Мора да припаѓа таму, нема каде да припаѓа на друго место. Тоа е работа, дека стварно ти викам ми е енигма, брат. И можам да се сложам со тоа кога ќе погледам сега назад, мене сентиментот тогаш ми бил Fuck the Grammys, Кендрик го заслужуваше тоа, бидејќи објективно болј албум има извадено. Но кога ќе размислиш за се тоа што има направено албумов, за колку денес Thrift Shop, мислам да ја пуштиш денес ќе знаат, брат. Има луѓе денес што Mad City и Backseat Freestyle, ако не го слушале албумот, ако не слушале трап музика, не го знаат. Што не доаѓале на хип-хоп и трап журки, не го знаат. Да, реално. И тоа е најнормално. Морам да кажам уште една ствар, лична дешавка која имам доживеано и имам видено со своји очи. 2012 година беше мојата прва година на Frauenfeld фестивал во Швајцарија. Еден од најлегендарните хип-хоп фестивали во Европа. И кога видов лајнапот од таа година, се викам мора да идам, ова беше моментот кај што само ќе го прочитам на кратко: Drake, 50 Cent, Nas, Lauryn Hill, Sean Paul, Ludacris, Wiz Khalifa, Rick Ross. Тука почнуваат поинтересните за нас. Rick Ross, J. Cole, Mac Miller, Tiny Tempa, добро, Yellow Wolf, A$AP Rocky, Royce the 5'9", The Late People, нема врска, и има тука со уште помали букви. Со најмали букви е Macklemore и Ryan Lewis. Идеме на фестивал, втор ден, односно прв ден. Ова е 100% само кога имаат извадено еден сингл, фикс. Да. Thrift Shop не е бил изваден тоаш. Точно. Ги гледав сингловите. Се Wings и Can't Hold Us се најверојатно извадена, ама уште не е
Кент Не е Колос стигнал. излегува август 2011, а овој фестивал е јули 2012, може би е тука негде извадена и после излага Same Love на 18 јули, значи додека се они на турнеја. Така. Они настапуваат во 12 и пол први на мейн стейдж, брат. Првиот слот го имаат Мекалмор и Рајан Луис. Пред 3 луѓе. Буквално. Ја идам до маркет, се на враќање од маркет им ги фаќам последните 2-3 песни. После нив A$AP Rocky во 1 саат. Во 1 и пол слот. Лудило, брат. Настапуваат Лудило. со банданите. Purple Swag, Peso, Goldie. најверојатно Голди не знам дали уште излезена. Тој период. Да. Може би излезена. Следната година одам пак на Фрауенфелд, брат. И отварам само лајнапот. A$AP Rocky е стаен као хедлайнер Најгоре. во 10 саат. Предпоследен, после него беше Дрейк, се сеќавам. Добро, нормално. Или не таа година, може би не. Не е ни битно. Може би е последен. Мекалмор и Рајан Луис, брат, со Thrift Shop со се имаат своја засебна турнеја. Не ги Цел наоѓаш. свет нема шанси да настапуваат на овој фестивал. Не ги наоѓаш, да. Во рок од една година од 12 и пол слот до мега звезди. A$AP Rocky имаше по-спор раст. Значи, он бил едно ниво над нив и пак стигнал да биде хедлайнер на хип-хоп фестивал во Европа. Да. Ама не бил способен да направи самостојна турнеја низ цел свет. Кендрик го нема тука ни едната ни другата година, не можам да кажам, али мислам дека и Кендрик е поише на нивото на A$AP Rocky, Мислам дека да, може да се каже. отколку на Мекалмор кој е на друг левел, брат, едноставно. Не, супер звезди беа тогаш. Супер звезди И беа. тоа траеше тогаш. 2 години. И то толку и траеше. Толку и траеше, сега имаат многу потешкоти и гледам дека онака се обидуваат да се вратат нешто и многу чудно изгледа, брат, неприродно онака. Не ни ме интересира се што барат, не би као не ме земал да интересира пуштам. тоа сам да ти После кажам. 2014 не Али, ми интересираше Ништо ништо кој не од ги нив, брат. знаеше луѓе во кои се онака и се појавија од нигде никаде од Сиетл, го направија најлудиот албум за 2012 за тоа луѓе да се прашуваат од каде, што и како. И I gotta give them the credit for that, онака као стварно. Сите го слушавме албумот, сите го знаеме The Heist у тоа време и сите знаеме дека е аномалија у сето тоа, онака како се појави и постоеше само за себе вака и плукаше на сите други, брат, дека може и ова да се направи, ме разбираш, дека ако сакаш може и ваква музика, репрезент за геј популација, репрезент за ова, репрезент за таа кринџерија кој што ние например онака као Coats, глупости, Thrift Shop, све тоа, брат, онака. Они го исмеваат тоа на Они го некој начин, исмеваат брат. тоа, да, тоа сам да ти кажам. Дека исмевање онака и као и му успева се до тоа и го има тој мал Eminem момент, брат. Ја тоа малце ќе кажам. Го има. Го има тој white Eminem момент онака. Сигурно. И ми се свиѓаше тоа дека се појави, дека е репер за другите ствари. И само покажува колку е разновидно и колку можеше да се биде успешен доколку си го пазиш своето у 2012 брат. И после тоа ескалираше да се некако изфилтрира сето тоа и да остане трап како преовладливиот звук за понатака да ја лансира таа нова генерација брат. Ама мислам дека 2012 беше пикот на сето тоа каде што 2012/2013, мора да кажам. 2013. Да не, 2013 ја уште немам почнато да набројувам албум. не можеш да ги поделиш така бидејќи Да. по година тука е албумот на A$AP Rocky излезен втората недела од јануари, ама Да. сингловите били излезени претходно, ние можеби сме го слушале во февруари, во март, значи не тогаш не значеше толку која година е, за тоа овие 2 години, 3 години од 2011 до 2014 мора да се земат како една ера кај што излагаат многу проекти, многу синглови и се менуваат многу работи, брат. Така. Тоа, значи, еве, пази. Yeezus 2013 година, Kanye West. Дали мислиш дека тој беше еден од најбитните албуми за таа година? Ја мислам дека не. Па, за тоа колку беше различен, да. Мене онака ептен... Се сеќавам, имам некое такво чудно чувство за енергијата. Ќе го споредам само со слушав. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, со Watch the Throne и Yeezus- со Life of Pablo после него. Yeezus е најмалце impactful албум за мене и за според мене за хип-хоп културата во годината кој излезе. Фер. Не беше толку импактфул за културата, ама Kanye многу покажа, многу храброст покажа. Уште еднаш со покажа сето тоа. муда, да, тоа е моја. Многу храброст покажа, ја морам да спомнам, знам дека например Джеди може ќе се стаи, ова ќе биде негов повик. 2012 иако не ги слушам ја, 2012 Dead Grips го имаат извадено The Money Store албумот, кој што се уште го немам слушнато, ама као демек муабетот е дека Yeezus е во голем дел инспириран од The Money Store, како и да е,
и за сега кој е еден од според мене можеби најсилните Kanye проекти, бидејќи стварно е многу поразличен и онака нешто нечуено од било кој друг. Многу чудна продукција која што ја извади од нигде никаде, онака инспирирано. Овде се појавија Bon Iver, многу други онака артисти покрај него, Хадсон Мохок исто така, кои што виреа тука лево и десно околу него. Born Sinner, J. Cole, исто така, ова е онака, ова ми е мене топ 3, топ 4 албуми на J. Cole. Исто. После The Sideline Story, мислам дека Cold World уствари, ова ми беше онака првиот J. Cole албум кој што може да уживам у него. Nothing Was The Same од Drake, исто така, топ 5 класика. Мене мислам дека е најдобар албум на Drake, брат, и реално. Како поминува време се поише ми останува. Да. If you're reading these views и онака и Nothing Was The Same, тие три ми се онака трилоджи, тоа ми е тие три ми се онака стейпл за Drake. Ако некој ме праша што треба да слуша од Drake, тоа ќе му кажам. Watching Movies with the Sound of, Mac Miller, Long Live A$AP, исто така Дарко го спомна, My Name Is My Name, Pusha T, Because the Internet, Childish Gambino, исто така, 3005, Bad Peace, све тоа. Како албум го немам никогаш, можеби преслушано, ама тие некои синглови кои беа стейпл. Churn, да, исто така. Acid Rap, Chance the Rapper, значи 2013, не 2012. Oxymoron, Schoolboy Q, Тоа го слушавме. Stay Trippy, Juicy J, исто така. Hall of Fame, Big Sean, брат. Кои синглови се на тој албум? Тоа е неверојатно со Control. Иако не постои на Spotify, нема да најдете. Ќе најдете некоја TD верзија, али Hall of Fame исто така беше онака како направи многу збрки. Направи премногу збрки. Тоа беше многу интересен момент у хип-хоп музиката, дека створи некако многу несигурности кај многу рапери, брат. Многу јак одзив имаше сето тоа, брат. Многу јак. Као дури луѓе реагираа лошо ако беа спомнати и ако не беа спомнати. Као Кендрик у својот врз спомнува многу млади рапери и као new niggas is just new niggas, don't get involved им вика, као јас сум со Андре, со Eminem сум, со 50 сум, со тие сум, не сакам да бидам со вас, не се рамнам со вас. И дечко имаше Far Cry и Outcry имаше онака у хип-хоп сцената, каде што Джои Бере се љут дека не е спомнат, зашо он не бил спомнат, па дека јас сум од Нью Йорк, ти ли ке си King of New York, ти си од Лос Анџелес, мене ми доаѓаш у мој град, ти мене ми викаш дека ти си King of New York. Имаше многу несигурности. Ова е многу лудо време у хип-хоп музиката, дека онака секој и нивната мајка беа повикани од песнава, брат. Сите онака they felt some type of way, брат. Дали позитивно, дали негативно, некој го почувствува. Ова направи многу добар рифт онака у сцената и ги натера рапериве да рапуваат назад онака, као секогаш нели рапериве ние лично си имаме соочувано со тоа, дека веќе нема супстанца, не се збори за ништо, дроги е само све, секс, курви, дрога. Не. Ова беше моментот кога се покаже и рапериве кога се вратија. Мик Мил направи ремикс, памтам. Епсол се врати исто така ко негов лейбл мейт. Джои Берес направи неколку дисови за Кендрик Ламар. Сите се врати, A$AP Rocky има респонс на сево ова. Многу рапери се вратија да израпуваат на сево ова, да се вратат, за да му кажат на Кендрик, смири се малце. Знаеме дека си добар, Good Kid Mad City е одличен, ама чекај малце ние да ти кажеме нешто. И многу ми засвигаше седел тоа. Magna Carta Holy Grail е 2013, брат. Исто така. Old. Албумот со кој Jay-Z се шлепа на Kanye за продолжување на својата кариера. Факти. Значи ова му дае longevity на Jay-Z, онака му ја продолжи, му ја врати кредибилитет во новата генерација. После Watch the Throne ова беше следното онака. Watch the Throne беше прво, ова беше второто. Ова беше веќе towing онака. Ајде. Идеме. Спремен ли си? Old, Дени Браун исто така многу добро. Ова беше малце поинаков звук, него ли претходниот XXX, овде некако се смири со дрогите и со све. Ама овде на пример 2013 веќе алтернативната хип-хоп сцена исто така имаше многу добар замав. И затоа овде ги имам спомнато Doris, Earl Sweatshirt. Ова беше првиот албум, онака чам која ја чув прв пат. Ме поремети. Тотално. Run the Jewels, од Run the Jewels, исто така. Excuse my French, French Montana. Од алтернативната хип-хоп сцена. Од алтернативната хип-хоп сцена. Да не убија. Лудило. Ова е албумиште ипал, брат. Ketchup од DJ Mustard, исто така. Indigoism од The Underachievers. Тука се Young Rich
Young Rich Nation, Migos. Ова е веќе тука Versace. Се појави Versace, бе, брат. Прв пат пуштање, онака, референот е 10 пати го кажува Versace зборот, ништо друго. Не знаеш како се Versace. осеќаш, брат. Versace. Прво се викаш што куре ова, бе, и после минута време Ја, Многу луди времења, брат. Посебно кога си 18 години, кога се сети интересно. 18-20 години кога си мало онака, кога имаш енергија, кога искажаш, кога пиеш алкохол, кога се гледаш со девојчиња, се дружиш, хихи, покажуваш нова музика, луѓе не се согласуваат со тебе, имаш другари кои што слушаат, ама не слушаат, имаш другари кои што слушаат, пробуваш да си најдеш нови другари кои што слушаат таква музика. Све тоа се дешаваше у 2013 и многу беше убаво, брат. И исто така уште еден албум, Random Access Memories, брат, Daft Punk. Исто така. Многу голем албум за таа година, ама поише се фокусирав ја на 2012 неголи на 2013, дека мене 2012 ми остави многу поголем впечаток неголи 2013 пред се. Мора да спомнам само уште два кои ги гледам тука на топ 50 листа. Trap Lord од A$AP Ferg, Исто. како албуми, како синглови, како ремикси, како се онака што може да се спомне. Може ја да кажам Ајде, нешто, брат. Ајде. Trap Lord е боле албум неголи Long Live A$AP, брат. Брат, не знам, како албуми можеби да, не знам, може да ги споредиме. Јас Реално. како и да е, бев поголем фан, се сеќавам и на Ferg наспроти A$AP Rocky, па дури на Schoolboy Q наспроти Kendrick, брат. Дека и Schoolboy Q ми имаше Можам да луда сватам енергија, зошто, брат. и со работки со Mac Miller, со работки со некои интересни ствари што Да. ми беше интересен. Можеби не повеќе, ама онака го вреднуваш вториот член повеќе за да го изравниш со првиот, дека првиот Да. секако е суперстар, као Те разбирам, да. Истото беше и со Ferg, брат. Иако Ferg има легит како проаѓа времето, ја мислам дека Има легит онака причина да кажеш дека Trap Lord е боле. Брат, погледни ги синглове, сега го. Let It Go, Shaba, Lord со Bone Thugs and Harmony, Hood Pope, Fergalicious, Dump, Work Remix, Murder Something, Fuck Out of My Face и Cocaine Castle, брат. Мислам, прескокнав 2-3, онака Make a Scene, ама тие не се ни толку битни. од 12 песни Али оно 13 песни, 7 се бенгери, брат, сите ги знаат. Dump, уште ја памтам, брат, уште го знам влезот, брат. Тоа со Schoolboy Q? Не, таа е соло Dump. Не мислам дека не е Schoolboy Q. Schoolboy Q мислам дека тука се наоѓа само на Work Remixот. Да, добро, Брат, го заборавивме All Gold Everything, бе, брат. Тринина Джеймс го заборавивме, бе, брат. Не сме свесни колку ствари си имаат дешавано, брат, 2012. Тоа е дека као се губевме 2011 кога правевме, али мислам дека сега се губиме уште толку поише. Се губиме у смисла дека гикаме за стварите кои што ги имаме искусено и сега се присетуваме на нив дека тогаш беше као едва и чекаме, еве сега направивме 2012 со 2013 и следна година нормално треба да дое 2013 со 2014 или 2014 со 2015. И 2014 беше првиот пат кога се направи журката у Капанан. Да. Тоа беше defining point онака овде за Македонија на локално ниво. До овој момент ја не можам да зборам на локално ниво што се има дешавано, бидејќи според мене не се дешаваше ништо. Беа обиди за неколку обиди за да се усмисла као ти ја туркаш музиката напред, пробуваш нешто да пуштиш нешто ново. Да, дел од таа музика Твоите споено. микстейп денови исто така. Мислам дека треба да спомнеме моите микстейпи. Не, тоа и, мора да се спомне твоите кросоверот со EDM музиката и тука негде да привршиме со оваа епизода бидејќи имаме многу за зборење. Let me talk my shit, брат. Ајде. Значи, ова го кажувам милион пати, Дарко ми е председ другар, но за се тоа што има, за целата таа за сиот тој contribution што го има даено кон културата, дечки, не знаете. Као ден денес у Радовиш, у известни локали се уште се пуштаат микстейповите од Дарко што ги имаат од 2012. Конкретно овие што ги гледам сега. Конкретно тие Mixcloud звонкаше на најако. Ги имавме сите микстейпови, Дарко беше on his mixtape shit 2011, 2012, 2013, on some new shit. 2012 беа Swag. многу добри моменти. 2012 Swag. Брат, тие се мали моменти кои што знаеш колку беше битно, брат, у 2012 кога немаше Spotify, тебе некој да ти дае миксче од сати 30, брат, сати 40 од све најново, брат.
Знаеш колку беше битно тоа, брат? Да. Беше извор. Свесен си дека тоа е извор на музика за многу Беше луѓе, извор така? на музика за многу Може би луѓе. мене лично не ми требало, али ја на пример тоа ми дава па шанса сите песни што сум ги знал да ги слушнам без да се замарам, да ги сортирам. Да, да. И само го пуштам миксот. Многу битно беше тоа, многу битно дека на друг начин се конзумираше музиката, брат. Све беше окей, слушалки све тоа, ама луѓе уште користеа легит iPod-ови. MP3 плеер бе, брат. MP3 плеери се користеа. И Панчо дека сум имал MP3 плеер уште тогаш, брат. Луди се, брат, тоа било, брат. Или мемориска картица со 8 гига беше онака као вау, имаш 8 гига мемориска, брат, ти си звер. Да. Као окей, имаш колку за тоа? 1000 песни на ќе ставиш MP3, брат. 7-8 мегабајти, ако ги лупам сите. Ја тогаш у тоа време, значи се уште бев онака поише се враќав за радовишна релација, можеби на 2-3 недели се враќав 2012. Брат, идење дома, симнуење све у еден ден, трошење интернетот за сите пари и префрлање старата музика, вадење од телефон, ставање нови 500 до 1000 песни, брат. Само да се преслушаат. 2-3 недели проаѓаат 500 нови песни пак у телефон, брат. Тие што ми се свиѓаат остануваат нормално. Тоа беше така беше времето и ти на пример ко диџеј, брат, кога даваш уште у тоа време, брат, ти им даваш цел микстейп со најнови хитови, брат, измиксани од тебе, спремени све, брат, тоа проаѓа на роден ден, бе, брат. Да, бе, да. Тоа проаѓа легит, јас го ставам CD-то на роден ден, ја имам журка од саат и пол онака феноменална, ме разбираш? И е многу битно, брат. Ја затоа тебе те кредитирам за човекот кој што е многу битен и многу фундаментален за се ова што сега моментално што се дешава, брат. Луѓе не можат, бидејќи не биле директно инволвирани у сето тоа, ама влијаело премногу на луѓето околу тебе и околу све тоа ти кај што си ги. Не, ти си сервисирал на еден начин, ме разбираш, као тука и тука ќе оставам CD, тука ќе оставам CD, тука ќе оставам CD, брат. Урадовиш ден денес ти викам имаат останат моменти која ќе го пушта тоа CD, да, брат, ги знам унапред песните како влагаат, Дарко. Знам како се транзициите, веќе ми се влезени овде у подсвест. Да. И тоа е многу битно, брат. И значи затоа го велам ова, брат. Го сакам човеков најмногу на цел свет, онака многу ми е мил, многу го поштувам, али тоа сам што има направено ко диџеј и тоа и он е таков, он не ни его трипа ни ништо, као само му давам цвеќиња онака, као многу е битно тоа, брат. Тоа е тие се тие моменти онака, тие се дефинирачки моменти од тие години за на твои 19-20 години, ти тоа да го имаш правено да сервираш таква музика на толку многу луѓе, а на многу луѓе беа. На многу луѓе беа, значи тоаш веќе искачавме и у Angels се полнеше по 300-400 луѓе, 500 луѓе имаше на журки, брат. Не, многу, гледам дека имаше многу views, имаше многу лисенс онака. Стварно имаше има импакт. Миксовите што беа закачувани, не беше многу така влијание само имаше сето тоа и мислам дека тоа беше и многу битно, брат. Дека многу смени работи, дека прво почна со своето друштво, па со моето, па навака, па натака. И луѓе едноставно се заразуваа со новата музика, брат. Сваќаа дека ова е тоа новото, ме разбираш, и дека луѓе кои што можеби не очекуваш. Конкретно е на пример твоето друштво, брат. Кога ќе пуштиме Over, кога ќе пуштиме Headlines, кога ќе пуштиш нешто такво, реакцијата е сека таква и свикаш, брат, ова Дарко го има направено у 2011, 2012, кој он ги тровел со песниве тогаш, брат. Затоа тие песни остануваат, брат. Врежани се длабоку у меморија и онака као луѓе само си ги акцесираат, влагаат у нив, ги зимаат и се смеат, брат. Само може да се смеат, само да се смешкаат и убаво да име назад, брат. Затоа сме такви носталгични, затоа сме толку ги романтизираме целите години, ама мислам дека се оправдани, бидејќи стварно многу добра и квалитетна музика искачаше, за тоа време беше groundbreaking на свој начин. Пази, ја трах листата за Swag 2012, која всушност the best of Така? 2012 микс. Talk your shit. Diamonds, ремикс од Kanye West, тоа ми е интрото. Има многу добар ремикс Kanye тука. Kanye има одличен ремикс на да. Многу долго за тоа искористува некако интро. Strip од Chris Brown, Two Reasons, Trey Songz и T.I., Ball, T.I. и Lil Wayne, Fade It, Tyga, Fucking Problems, A$AP Rocky, 2 Chainz, Drake и Kendrick Lamar, Thrift Shop, Macklemore и Ryan Lewis, The Motto, Drake и Lil Wayne, што може би излезено во 2011, ама да. Тогаш поспори да работите. Rex City, Tyga, Mercy, Good Music, No Lie, 2 Chainz и Drake, Benza Make a Dance, Juicy J, Lil Wayne и 2 Chainz, Classic. Niggas in Paris, Pop Dead, French Montana, Same Damn Time Remix, Future и Diddy, Wild Boy, Bad Boy Remix, го спомнавме пред. Да. Hail Mary од Trey Songz, Young Jeezy, Lil Wayne,
Birthday Song, 2 Chainz и Kanye West. Classic. Work Hard, Play Hard от Wiz Khalifa. Исто. Bad Girls, MIA или Mia. Take It to the Head, DJ Khaled, Chris Brown, Rick Ross и Nicki Minaj. Fair. Swimming Pools, Kendrick Lamar. Celebration, која спомнавме, The Game, The Chris Game. Brown, Tyga и Wiz Khalifa. Amen, Meek Mill и Drake. Let Me See, Asher и Rick Ross. Леле. MMG Deep Cut, брат. Ова е хаос. 2012-та Рик Рос го подпиша, Омарион и Ашер ги подпиша на по еден албум за MMG. Лудило. Ево ги, најголемиот Радович хит, Do My Dance, Tyga и Dance. 2 Chainz. Радович stand up. Birthday Cake, Rihanna и Chris Brown, Click, Big Sean и Голди од A$AP Rocky. Дарко. Мислам дека е одлична селекција. Ова сега. Ова е 2012. Пушти ми го сега миксов, те молам, стисни плей, брат. Реално направиме муавет, брат. Добро е ова е стварно добро. Ова е стварно добро и ќе се префаламе на Ќе следниот. организираме една журка. Се преправаш дека пушташ музика, ама само ќе стиснеме плей на микс. Овие два микса ги на овие пуштаме. два микси и да видиме дали луѓе ќе се забавуваат. Ова е Реално. следниот микс. Социјален експеримент ќе направиме. Лудило. Тагови ајри скреч на всеки 5 минути. Да. Айрис Креч, сине. И многу диџеи беа она пробиени дека ги пуштаат моите миксови или исечоци од миксови кога ги Дечко, чуеше на сред Да, бе, песна. брат, транзициите исти беа, бе, И брат. на така сред песна ајри скреч, онака Ајри да слуша скреч, некој сине. друг пушта. Не заебавај. Све тоа, затоа ти викам, не е за џабе, не го велам за џабе. Пази го и ова само. Многу си битен на сценава за се тоа што си има десено моментално. Слушам. Ова е just different, предпоставам дека е 2013, нешто измеѓу 2012 и 2013, според песните што ги гледам тука. Bitch Don't Kill My Vibe, No New Friends, DJ Khaled и Drake, I Love This Shit, August Alsina, Аугустал сина. You Don't Even Know It, Rocco, Airy, T.Y. Dolla Sign и Wiz Khalifa, Love Me, Good Cushion Alcohol, Show Out, Juicy J, One of Those Nights, Juicy J, The Weeknd, со семплото The Weeknd, Put It Up Rihanna, Type of Way, Rich Homie Quan, Versace Remix, No Worries, Lil Wayne, Ain't Worried About Nothing, French Montana, Work Remix, Bugatti, Ready од B.O.B. и Future, Bounce It, Juicy J, Train Songs, така. Клеперс од Wale и тука почнуваат EDM трапови. Harlem Shake, Wild for the Night, Original Dawn, Flosstradamus Remix, Major Lazer Remix уствари или како и да е тоа. Да. Flosstradamus Remix на Major Lazer. Да, на ремиксот ремикс се правеше. Да. Volley, Tyga, Fats Watching, 2 Chainz, Classic. 23, Michael Made It, Miley Cyrus. We Still in This Beach, B.O.B, Holy Grail, Jay-Z, Honest, Future, Lighters Up, Snoop Lion. Snoop Lion 2012. Пази го, брат. Riot, Sean Paul и Damian Marley на трап бит. Can't Hold Us, Major Lazer Remix. Major Lazer, класика. Just Blaze, Bauer, Higher. Tiny Tempa, Higher и Trampoline измиксани. Леле. Roll Up, Power Remix. Леле. DJ Fresh и DJ Diplo, Earthquake. Нешто организираме ваква журка, дечки, ќе ви кажеме која ќе YG, My Nigga, Drake, Started From The Bottom. Видим 50 песни, брат. 2 Chainz, Used To. Стигнува со семплото од... like I used to. Да. But I never should post that shit on YouTube. 187, Dope, Tyga и Rick Ross, Switch Lanes, Classic. Switch Lanes, Show Me, Kidding. Тука више влагаме у мастер. Значи има тука, Ова е ке мастер продукцијата. има еден трап почеток, има еден прво vibe трап, па трап бенгерс, па EDM трап, што трае доста долго. И некако тука успеам да се префалам на мастер продукција, почнувајќи од My Nigga YG. Kidding, Show Me, Sean Kingston и Chris Brown, Beat It, Young Jeezy, 2 Chainz, R.I.P, French Montana и Nicki Minaj, Freaks, па дури има и малце dancehall, Tilly Boom, Iris Scratch Dubplate, The real ones know. Real ones know. Bubble Butt, Major Lazer, Мораш да ја вратиш некад назад Тилибум, брат. брат, Guest Мораш. Pedal, Headband, B.O.B, Talk Dirty, Jason Derulo, Turn Down For What, DJ Snake, Bird Machine, DJ Snake и Watch Out For This, Major Lazer. Ова е PS-кат изваден точно. миксот, бе, брат. Не Кога пишува пишува тука. дату? Не пишува тука дату. Ова би требало да е 2013. 2013 сред година, сред 2013, овде може си покасно закачане бидејќи ми беа претходно на SoundCloud.
Па оттаму ми ги тргна, ми го банира акаунтот кога ги донесоа SoundCloud новите правила. Да, за копирајт, За да. копирајт си ги префрлив сите тука. Предпоставам дека е 2013. Плаќам пари за ваква журка, брат. Како да ти објаснам? Истава трак листа, сакам устаница на увце, брат, онака како вака. Так. Газење. Газење, бе, брат. Ја мислам дека нема човек кој што нема да се забавува на ова, брат. Анаироникли, онака, сериозно, Не знам, дека брат, не има знам. доволно време пројдено да луѓе да може пак да се забавуваат на ваква музика, да им биде троубек. Не знам кој ќе биде импактот, дали младите сега што се млади ќе им биде ова throwback, бидејќи Не, на нив нема да им биде. на новата На нив и ново ќе им биде ова. Реално. треба уште малце време да помине на тие кои сега растат. Треба тука тој временски геп. Мислам дека сега throwback на младите им интересно Candy Shop. Значи треба уште 5 години да поминат за ова да стане пак интересно. 15 години. Па не, Не чекам 5 години за ова ќе Не, ве. секоја ера е различно. Бидејќи сега на пример пак стане интересно Pitbull да се слуша, пак стане интересно тие апtempo Calvin Harris Тоа малце мене загрижува реално. Ама тоа е 2010-та. Тоа е веќе може 2-3 2010-та, години да да. поминат за да стигнеме до тука. Тоа е Може друг брат. може. Кругот цело Ама така. го чекам со отворени раце како да ти објаснам. Ова ми фали. Онак мислам ми фали. Ама не е дека Носталгичен Diamonds, сум. ама не е дека Diamonds, Airplanes од B.O.B. Не бе брат, добро, има тука Holy и Grail. има тука Timeless Classics онака што можеш и ден денес да се и ги пуштате усвари. Пурита под Ријана ги ја пуштаме, многу диџеја немаат у еден момент извадено оваа песна од ротација Да, во реално. 10 години, така да па дури Mercy. Од Kanye делот и Two Chainz. Само веќе од таму. Мрси. Не, тоа за специјални Мр- пригоди, брат. Па е, Зборам празник. и со многу диџеи помлади кои пуштаат музика, на ги поучувам. Некои песни не треба да се пуштаат во било која пригода, дека така губат својата вредност. Например, Да, Father Stretch My Hands од Kanye West не е песна што треба да ја пушташ ти секоја вечер. не треба. Така се губи магијата на самата песна. Тоа треба тебе прво пред се да те понесе. Тебе пред се, и онака само и таа песна се пушта само on the one, брат. Тоа не се пушта на ништо друго, брат. Да. Тоа кратиш све што имаш пуштено моментално и го фрлаш, брат. Да, да. Онака и сите луѓе други што се да ги пресече, да се совземат онака една секунда и да сватат што се дешава и да знаат што следи, уследните 5-6 секунди дури не дропне тоа, брат. Истото важи и за песни како Blood on the Leaves. Blood on the Исто. Leaves. Исто. ако не- Мене ако не таа се ми лажам фали с- да ја слушам поише. Ама- Сагав поише да ја слушам и дури и у ТДФ времињата ми фалеше да ја слушам у сетови. Тоа мора да е или closing, Да. или да е, а дури интро за некој слот малце покасно на фестивал, Може. или ептен треба да е многу добро да имаш смислено што каде ќе направиш. Да, што да направиш концептуално некој треба дека и таква е самата дека има песна. многу голем Да. спордел. Многу луѓе не знаат и не се упатени дека уствари тоа е уствари дропот, уствари земен од Tonight, албум кој го спомна претходно. Јап. Power, Power и Лунис. уствари Лунис и Хадсон Мохавк. Лунис и Моја Хадсон грешка. Мохавк, да. Да. Или добро, не фаќате за збор, само можеби имам и нешто измешано, ама мислам дека тој албум кај што го спомна ти Tonight имаше 2 EPs, едното EP се наоѓа една песна и мислам дека од таму е земен дропот. Од таму искористен истиот и затоа и се кредитирани тие артисти на Blood on the Leaves и тоа беше многу интересен момент кај што стварно онака многу продуценти кои продуцира бас музика, дали доаѓа од хип-хоп страна, дали доаѓа од дабстеп страна, дали доаѓа од хаус, EDM хаус, тоа што нели постоеше EDM како тоа се појави со EDM како термин. Прво за добро, после за лошо, се разбира. Тие ликови стана интересни, тие почна да ги настапуваат тие хедлайнерски спотови на фестивали, што беше многу интересно. Брат, Бидејќи големи тие продуценти- фестивали за EDM музика, како EDC, почна да викаат продуценти и артисти од трап светот кои што примерно не прават хардстайл музика 144 такви ап темпо, туку прават даунерки, као смисла, ама се е пунија со тука се појави, го имаме зборено и овој предходно. Kenny Beats е еден од луѓето кои што има почнато Како се прво викаше неговиот Ама Loudpack. Он беше у дуо Буквално Loudpack. истиот. Истиот концепт, он беше продуцентот на сето тоа, а ликот до него не ни беше ни диџеј ни ништо, едноставно беше човек кој што знаеше да го измаркетира цело тоа и го имаше friends in the industry со онака кај што ги пикаа на сите такви места. Kenny Beats така и почна, тоа е негова
Kenny Beats EDM трапот е влезот у хип-хоп музиката, брат. За него. Хацан Мохок исто така. Сите тие се... Хацан Мохавк е ликош од кој е од Британија и кој прави цел живот таква експериментална чудна музика. Да. И дури настапуваш и на Exit, брат, годината која онака 2014, не знам која беше, која настапува. Сите Па влезе тој трап бранд, он настапуваше на мейн стейдж, брат, на Exit. Тоа е, брат, 2013 исто така, ги спомнавме. Fool's Gold Records и Mad Decent како лейблс. Fool's Gold исто така, мене хайлайт, и тоа го спомнавме и преска, ми беше исто Old English. Фреди Гипс, за уште која ја лично не сум ни знаел за Фреди Гипс. Можеби и тоа ми било и првата трака од Фреди Гипс што имам чуено. Не си го поврзал. Не сум го знаел, не сум го поврзал со Фреди Гипс што е. И на пример као таму освен Фреди Гипс беа A$AP Ferg и Young Thug. И тоа е на пример онака. Таа песна им е пуштено лично на Да, тоа и на Trap the Fuck Up, тоа беше стейпл. И миксано со една песна од Vince Staples, Blue Suede. Blue Suede, леле. Blue Suede е исто 2014 е Blue Suede. Тој период. Да. Тоа е North. Лудило. Тоа е тие две колку се heavy bass infused онака, тоа е лудило. Посебно Blue Suede. Blue Suede има премногу бас. И онака и такви некои зујат, брат, тоа е овде ушет и мава те онесвестува. Така да беше интересен тој кросовер, ќе го збориме во некој друго издание епизода многу поише. Нема, мислам дека сега направивме многу добро. Благодарение на тој трап спој, со трап музика, со EDM музика, самата трап музика стана многу популарна на глобално ниво, случувајќи и Македонија. И со самото тоа после остана, кога тој EDM бранд гасна и стана многу безврска, стана многу искомерциализиран и треш. Ептен. Овој другиот правец си го доби својот бранд. Не е дека тој не стана после треш после 2 години, ама се врати топката кај трап раперите. До 2017-18 имавме многу квалитетна трап музика и онака year defining албум си свето. А тоа што го збориме сега дека ни фали, мислам дека онака како до 2017-2018 ако имаше, после тоа почна веќе да деградира и да стигне сега кај што е. И иако не би рекол дека е у лоша состојба сега, е у лоша состојба, ме разбираш? Мислам дека ова се последици од бранот на Lil Pump и на 6ix9ine и тој. Тоа. Како се вика тој? Ептен го истроши у тој момент. Да. Тоа све што целата енергија и тие неколку артисти онака и испија од сето тоа, го зедоа последниот бран онака и го фрлија у канта. И мислам дека тоа беше онака како од сето тоа џоинтот Титуши ми од Кицо Праската ми е најголем хајлајт, ме разбираш дека тоа ми е боле него ли било што Six што има извадено. Така да и тоа е многу добар репрезентатив тој коментар сега ја што го даваме како легит за тоа дека единствен хајлајт од сето тоа ти е ремикс на една песна што онака за ебанција пред се. Заради тоа и се слагам, заради тоа велам можеби 2017-18 беше последното кога добивме онака последни такви големи албуми и такви синглови и све тоа, кои што можеби ќе ги паметиме, од тогаш после деградира, ама и нормално е тоа, циклуси се на крајот на денот и кој што кажа, ќе се вратат можеби за 5 години од сега ќе се врати тој звук. Ние ќе бидеме тука да го прославиме, брат. Па се разбира, јас сега ние го славиме како идеја. Ние го славиме сега враќањето на 2000-тите бидејќи за тоа имаме растан. Исто. Значи Дарко, ова не го спомнавме, дента која се после нова година, 1 јануари, се будам и не знам како стигнав до тоа. Барав некоја песна од Fabulous, некако нешто напиша French Montana и ми искача една песна која што можеби еднаш ја имам само чуено у животот и тоа било кој знае од кога. Не се Беше сингл таа песна. Беше сингл која искочи тој проект и ја пуштам и онака од нигде никаде почна некој интро за среќна нова година за 1000. Како се погоди, брат, не разбирам. Немам појма, брат. Се погодува, интрото е за од некоја ТВ емисија, нешто појма, немам некаков бродкаст и ја најавува новата година од 1998 кон 1999 и тука почна Fabulous, тука почна воу. Песната се вика Ball Drop. Ја слушам еднаш со French Montana, Fabulous и French Montana, онака пик Нью Йорк рап. Ја враќам уште еднаш назад. Битот ме врати назад у најубавите времења, брат. 2014, 2015, да, 2014 искочена трагата. Ре, брат.
онака ја слушам 3-4 пати. Си викам, окей, Дарко ова мора да го чуе, 100% него. Не знам, не знаев дали го знаеш, ама не ни беше битно у тој момент онака. Само сакав да ја чуеш песна, и само му пишав на Дарко. Сакам чим станеш, првото нешто што сакам да го направиш е да ја пуштиш песна. Го нема човеков, нема да ми врати, стана веќе 2 поручек и само ми враќа. Не можам да се совземам 10 пати ја вратив назад. И од тука почнавме муабет да правиме. Ми вика ќе ја пратам на сите луѓе, вика и Пратив многу Јоги вчера ми пиша леле брат како ме погоди со песнава. 3 дена у Солун само не ја слушаме. Лудило брат. И после Дарко спомна за Sanctuary, за случки кои што мислам за песна која што го потсеќа на друга иста слична таква случка. Sanctuary исто така е една многу добра песна. Шараут Иги Синики. За од Френч Монтана, огромен шараут за Иги Синики. И тоа е многу чудна комбинација. Иги Синики е многу чудна комбинација, онака само по себе. Ти рече, ја Иги Синики бевме за Великден 3 дена заедно на турнеја низ Македонија. Тоа е И ја слушавме Sanctuary, слушавме Rolling Papers од Wiz Khalifa по пат. Као такви ствари, онака. Да. У таа ера се вративме и ние. Тоа треба. Иако Ники е многу помлад од нас, а слуша и прати тоа. Така да, онака, мислам дека годинава, како почна, како заврши, како ја дочекавме, беше феноменално. И ова, например, ми го комплетира се до тоа дека стварно го сакам овој звук, стварно ми остана ту памет онака, многу работи за кои што, например, не можам да се сетам последниве 2-3 години, за ова можам конкретно онака. Имам јасни мемории, слики од места, од ствари кои што сум ги правил. И тоа нормално е дека сум бил у младоста, тоа ми било интересно, многу работи ми се дешавале тогаш. Тоа животот онака и животниот квалитет со сите луѓе кои што ги имам упознано, многу ми се кренал, значи сум почнал овде низ Скопје многу да се дружам поише. И тебе сум те упознал и као едва и чекам да се врати ова, као да биде толку далечно, за да биде момент за троубек. Чекај брат. Сега е времето кај што е најдлабоко у старото. Ќе дојдеме овде, како и да, евентуално ќе дојдеме овде. Да, сигурно тоа. Али мислам дека е тоа. Добри сме. Се надевам дека ви се допадна оваа епизода. Да, Може гикавме за работи што не ги знаете, али мило ќе ни биде ако ги чуете, ги проверите. Пишете ни, прашајте не за нив, као ќе ви одговориме секако. Пишете ни на Дискорд имаше, се вратив за нешто, зборевте за Мек Милер, нестина да испратам главата. Да, вчера зборевме за Мек и завчера зборевме за Мек Милер, онака имавме пак уште една дискусија со човек кој што е многу помлад од нас, кој што годинава ќе прави 18 години, онака као ме не прашуваше и као пробав да објаснам уствари што за нас значи Мек Милер, го имаме зборено. И баш и Мек Милер е усето тоа, брат. Као, знаеш како Мек Милер беше усе во ова време беше ризанот на као онака као се губиш у трап музиката, у звукот, у свето и као идеш после кај Мек и те враќа као у некоја нормала, као так тука е, онака Мекаделик имаше и многу conscious моменти, не беше само loud. После watching movies with the sound off, исто тука веќе малце поалтернативна музика. Веќе тука мислам дека и Дарко е моментот каде што Дарко можеби отстапи малце поише од Мек Милер, да. Од Мек Милер, ама ја бев тука close него како watching movies with the sound off ми е вториот омилен Мек Милер проект, онака како Faces, кој што беше во 2014 ми е омилен, ама 2013 како која искочи, онака ја бев обседнат со тоа нешто, како Red Hot Music, знам дека ја враќав по 100 пати дневно да ја слушам со Action Bronson песната. Така да ќе останеме ние вакви, ќе останеме да гикаме, таква ни енергијата кога збориме за музика, посебно за ствари кои што нас најмногу ни значат и затоа мислам дека ќе кажам во споредба со Лани, оваа епизода многу поише знам многу поише ствари. Можеби да. За 2012 него ли за 2011 и за 2013. Нормално дека ептено онака тоаш бевме у јагода, 2014 мислам дека ќе биде добра година за обработка со поинаква перспектива дека тогаш за прв пат и се сплотивме на еден начин. Стигна на тука работите, да. Да, тука стигна веќе на голема врата и онака Дарко имаше репрезент за луѓе и валја и тоа му било неговиот првиот пат да си каже и као има луѓе што го слушаат ова, као и што ќе доаѓаат на журки и се до тоа да се префрли да се формираат Trap the Fuck Up како колектив кој што вирееше у тоа време. Да, и беше главен репрезент за таа сета култура. Дефинитивно. И мислам дека една година е упрашање, ќе ја дочекаме, ќе стигне епизодата како и да е, али
следна година тоа фактички ќе биде тема на муавет као. Во Македонија како било за време на сето тоа, на сите тие збиднувања, летото кога беше тоа, април, јуни, јули, така нешто беше. Март се случи првата Март беше част со тоа, бас журка, така. она бас најт журка со Готово? Joy Nice. Со Joy Nice беше првата, Ама тоа април беше или март, ама нешто тоа беше така. нулта, тоа не беше Trap the Fuck. Тоа не беше Trap the Fuck Up, тоа беше предвестникот. Пилот. Тоа беше пилот проект, таму турнав еден звучник, поштено. Огромен шараут за Капанан, ја таму Тогаш се дружевме со Хари. се дружев, мислам, се уште го сакаме Хари, не се Здруживме да речеме поише. се дружевме со Хари, love you Хари. И да, и тогаш имаше и луѓе од пред Дамјан исто го памтам, као имаше многу луѓе кои што тонака као беа тука за тој звук доени. Брат, уште памтам дека немаше толку многу луѓе доена за Joy Nice. Сите надвор пушеа цигари, се дружеа. Чекаа да дојде 4 саат бајле за Дарко да почне да пушта музика до 6. И тоа ще се наполни Капанан внатре, брат. Што беше многу луда работа. Да. Исто така Капанан не смее да се заборави, едно од најлегендарните места у Македонија, у Скопје за такви журки, као ни дае место и простор за да се организираат такви ствари. Као за да можеш да правиш што сакаш. Дури ја таму 2012 и 2011 идев на часови за пуштање музика, као секој вторник бев таму, онака као Ептен ми беше убаво место за идење, да се биде таму и ствари да се дешаваат. Така да овој муавет конкретно го продолжуваме следна година, ова време. Дај Боже, здравје. И ќе се видиме во следната епизода. Ајде, следна епизода. Тоа е тоа. Фала ви многу. Поздрав. Чао.